Ќе отвориш сезона? Го видела? Има мерак. Брз старт ова. Има мерак. Ајде, празници се ближат. Наредено е за палење на оганот, така? Имаме организација. Буре сулје, гледам надвор спрем. Буре сулје. Имаме кажува буре сулје. Не скрати го. Не знам, знаеш дека не знам да кратам. Ама они не знаат дека ти е колошко. Имаме организација прва година имаме организација у Сопиште. Комшиите се собираме традиционално. Значи поканете сме. Поканете сте сега. А што Сопиште не прави? Сите двајца комши. Ке палиме оган. Знаеш, пием честички, има што за мирење, да не премине... Не, ама они... Кај нас дува ветар, нема гајле, све надоле нека вас носите. После усија бил креп. Ова е све гола вода. Стави вентилатор одма до тоа. Филтер има. Па ти гледај, и од Дрислав на кај Скопјево, и од Туција на кај Скопјево, и ние сме горе, значи у обратна страна ни дува ветарот, затоа одбравме ние таква местоположба. Значи овде пишува само ракомет, не само екологија. Види, ракометот е побрзано, види и за екологијава треба да правиме младо. Во интересно друштво сме денеска, интересна комбинација. Чекам, лепа кон што го ставате, еколошки ли бе? На топката еколошки е бе. Смола. Ќе одговорите. Па не знам што, кај. Сега ќе прашам. Иве знае, он го користел најмногу, знае како дали после. Иве користел и пуганка, не само лепа. Не знам, не сум никогаш размислувал. Абе лепа како може да биде еколошки, не може да може смола. Како не може? Ако е природна смола, како не може? Новите технологии се и новите овие лепаци сигурно дека. Скандинавците спремени тоа да еколошки. Знаат Џоле и Славе новите состојки на пакните на кучници какви се. Да. Не виде на работа. Да. Значи супер интересно друштво, ваква комбинација до сега не сме биле. Требаше да видиме малце од поголем обем, ама од објективни причини сите се менуваат. Ние се живо се менува само менливо, ова е. Не, ами на друго место тоа се. Да не забораваме, ти знаеме што да не забораваме дека првата епизода ја отворивме со Иве Марков. Така, затоа е почетоците, да. Почетоците, првата, втората, каква трема сум имал тогаш луѓе, леле. И види сега да дојде у денешно време, види го без трема, елоквентен, интригантен, провокативен. Сега кој сме кај провокативен? И да не редам други работи. Кој сме кај провокативен? Ајде, после. Осте да се загрема за атмосфера, не од старт ке. Сакам да направиме. Зашто ти ме ладно. Да, јас се ама не, они навикнати посталиве наши дека тоа ти дека горе у планина се пострува и сакам да направиме еден мал осврт всушност на целата година, мал осврт на целата година на нашиот македонски ракомет. Ќе ги чепнеме малце клубовиве. И нормално она најсладко да ги чепкам. Да, и она најсладко зашто доаѓа, нели во Данска за неполна недела почнуваме 10 дена почнува ново европско првенство и од тука уствари сакам да почнам, тоа да ви поставам прашање на сите. Ја толку многу го сакам ракометот, знаете вие сите добро. Па не џабе само ракомет. Така, не беше само кошарка или само уње. Да. Ама некако сум заморен од секое јануари европско светско. Ми недостасува она исчекување на пример светско во фудбал или европско во фудбал на 4 години, па имаш години кога нема ништо, па повеќе на 2 години не е толку страшно. На 2, тај ствари гледа, они изгледа дека се таму. Иве, ај ти одговори ми на ова прашање. Може ја да ти кажам, Иве има поише него ние што имаме секој првенство. Иве само што ќе гледа и коментира на телевизија ќе направи. Тоа се прави доста пари. Јас најнапред да го поздравам ова едно убаво друштво. Долго време, да, не сме, можеби прв пат се среќаваме, да, вака на еден подкаст и ми е многу драго што во овие час и половина и колку да трае Јас мислам од батеријата за ќе разговараме, ќе дискутираме за минатата година што се случуваше на нашите терени и сега престојното европско првенство.
мислам дека во моето време, мојата генерација беше она ти што го кажа сега на секој 4 години европско првенство, мислам дека Ама фудбал. Не, мислам дека 98 година или се лажам, беа европските првенства на Мерано и секој 4 Белцано. години, Мерано и Белцано. И после кога беше? И 99-та следното беше светско, 99-та беше у Египет. светско. Да. И после Значи, може би јас сум 2000-та у грешка, да. Хрватска и Значи, така јас сум натаму. грешка, Значи, нема- грешка, си јас нема сум се грешка. помтиме. И мислам дека дали сме презаситени ние од секоја година европско првенство, светско првенство, веројатно е и темпото и начинот на овие светски првенства, ако знаеме дека денес ватерполото е во ист термин Јуш термин, да, ја како баш и пратев се европското во Србија. првенство, и тоа е нешто, некој знак дека ракометот полека можеби, не знам, не сакам да предуцирам, но можеби ватерполото се бори за тоа трет спорт во светот, за да ги добие приматите на не знам, со овој начин на европски и светски првенства, гледате дека се поместува. Не сакам да размислувам така и не сакам така да биде, но мислам дека Ватерполо игра 12 репрезентации у светот, у врв глава. да, И тоа затоа но не може веќе се никој примата да поклопуваат, го земе. гледат дека се поклопуваат тие европски првенства, не знам од кои причини, па може би она што се зборува дека сакаат да го променат олимпискиот циклус или да ракометот да се префрли во, не знам, во зимската олимпијада, беа некои размислување, сигурно и вие дојдовте до некои информации, но на крај ние сме од таа бранжа, од тој спорт, ние си го сакаме ракометот и сакаме да... По-атрактивен спорт нема и по... Се слушам, меѓутоа јас Така да... ми недостасуваат некои стратешки промени, некои глобални, некои пример, еве сега јас знам нема потреба вие да коментирате тоа, Иван може. Например, изборот на овој Мустафа повторно да биде претставител на светската организација која што треба да ги диктира новите модерни трендови на ракометот, новиот начин на промоција, на презентација, за мене е чекор наназад. Значи да се постави на чело, да се остави на чело човек кој што има 150 години, за мене е малце не визионерски е во најмала рака. Јас би ставил некој човек од 35-40 години кој што е вклучен во ракометот, кој е во контакт со модерниот свет, со модерниот живот, за да ние можеме овој наш спорт, ракометот, како што кажа Џоле, еден од најубавите спортови, а тоа сме го кажале во повеќе наврати, да го направиме топ, атрактивен спорт. Ама ова, играњето секоја година, поставувањето на овие старциве таму инсталирани, не мрдаат од тоа. Данска примат околу суди, околу тебе права, околу местење на кого ќе стигне. Некако ми делува многу целиот ракомет некако закоравено, некако како да е во еден комунистички режим. Кад свира да ја лежи. Да. Сигурно лобито на Мустафа, на Хасан Мустафа е преголемо во овој момент. Сега јас не сум веројатно ни толку упатен и компетентен да зборам на таа тема. Очигледно дека и покрај таа конкуренција на, не знам, Данска или од Норвешка кандидати од Германија или Словенија, мислам, дека на крајот Мустафа ја доби поддршката од доста голем број на Мене да ме прашаш, никогаш нема да добие. Сега правам мал рекапитулар на последните настапи на Македонија. Последните 2 европски, 2 светски. Од едното светско нема ни трага ни глас на интернет луѓе. Хакиране сајтот со недели, со месеци. Значи, таа федерација просто е... Едно да ти кажам. Ја и Славе обично не коментираме. Не за треба тој да не треба да коментирате, коментираме, меѓутоа ќе ти кажам една работа што другите ја занемаруваат. Хасан Мустафа бил промотор и до ден денесе огромен промотор на ракометот. Сегде кај што може помага, поготово на Македонија, да не кажам колку светски првенства ни се доделени на нас како македонци, да не кажам колку помош сме добиле, дали во топки, дали во подлоги, од секаков аспект, ние сме имале секогаш неизмерна помош од доктор Хасан Мустафа. Тоа е една работа. Втора работа, овие во моментот се сложувам дека светот останува на младите.
Меѓутоа, он треба да истера, ова веројатно му е последен мандат, да се истера таа еден циклус што го има заокружено, немој да заборавите, он има премногу направено за ракометот и донесено многу пари во ИХФ и направен ракометот на една друга димензија и многу други каскаат у други спортови за некои работи. Ќе полемизираме, гледам дека сакаш да ми кажеш нешто, али ќе полемизираме и ќе ти кажам што све има, пошто ние ги знаеме повеќе инсайдерски информации од натре. Втора работа, рече да, светот на младите останува, млади сили, меѓутоа демократски и прогресивни, јас секогаш сум конзервативен, ја никогаш не сум демократски или не да Боже либерален. Не да Боже либерален. Гледаш што се случи во Европа, од премногу демократија, дојде анархија, зборам сега на глобално ниво, во политиката, да не зборам во спортовите. Исто и овдека. Кој е тој Герд Буцек? Кој е тој Герд Буцек? Па некој што лапа цел живот на сметка на клубовите, сега му текнало дека треба да се кандидира таму, а некој направил многу со години. Доктор Фрањо Бубинец у екзекутива на ЕХФ. Ти да не си од штабот на Мустафа? Ја штабот сум, да. Штабот сум. Па види, имаме Чекај, јас зема цела емисија, да. отиде. Не отиде, него да дадеме увертира неговото мислење. Јас увертира сето тоа. Објаснување, да. Што го објаснува правилно насока. Јас сум мислил за тоа. Значи види, ти што викаш човек во години, да, ама ако погледнеме на сите светски организации, дали држави, годиштата на претседателите се тука негде. Е, пример Бајден да го зема. Значи сериозни луѓе со искуство ги водат сите тие светски организации. Второ, како што каже Ѓоко, но изминативе 20 години колку и да е на власт, направи многу. Кога да се вратиме назад што било пред 20 години, у какви устови играли ние, у какви као судии сме биле, он направи огромен развој на ракометот. Ќе ме пишманат овие. Не, озбилно. Трета работа, трета работа, сада аргументи, гледаме како држава ние Македонија дали сме имале бенефит од него или не. Значи многу. Што каже Ѓоко, може да имаме 20 светски младински првенства организирано. Од Топки, од Герфлорови, од не знам што се помош секоја година. Тоа да не го занемариме. Трета работа, еве како суди. Толку направи за судиите, услови за судење. Што на финансиски план, што од технологија, што од услови на хотели, авионски карти, све организирано на високо ниво. А бевме на највисоко. Значи, он не е неговата улога да ги организира тие ситни работи. Он се води со крупна политика. Има, значи, систем направен таа федерација што други се занимаваат со тие работи. А што каже за другите кандидати? Ако се млади, ќе почекаат душе малце, ќе имаат шанса да се покажат. Не демонтираат. Да, со контра добар аргумент. Значи, ние чим сте толку блиски со било Хасан, само јавете му се сајтот нека го направи за да имаме информација. Ние двајца за нас двајца лично. Не мора моменти да се спомнуваат, значи напил човекот многу. И тука ќе застанам, значи никад не би застанале спроти него. Какво застанува? Никад, значи стално заради биле нас променил многу луѓе за да бидеме таму кај што сме. Тоа не се заборава и не се занемарува. Само така може да бидеш човек. Овие сите што забораваат, а многу забораваат, значи пријателите не ги забораваат. Тоа е најбитната карактеристика. Кој мислење за ова секоја година? Види, не е секоја втора е, тоа се две различни организации. Да. Исто е како кошарка светско, европско, не знам на колку години. Така ти доаѓате, пошто ние учествуваме на СИД. Мене така ми доаѓа, пошто ние фактички сме дел од да не скремаш, да видиш како ти се гледа. Така. Сега знаеш што е досадното? Знаеш што е досадното? Ќе не подснема после. Што светското првенство е малтене со две репрезентации европско. И кога ќе дојдат завршните утакмици, пак си истите репрезентации. Нема и тебе ти искача како тоа да е во некој континуитет. И пак се на крају завршница истите репрезентации. Ама и да не занемариме дека многу од дали од афричките, дали од азиските, дали сега ќе видите. Нема освен Египет, нема џабе збориш. Освен Египет, ајде ќе сите веќе играат ракомет, не е како порано така. Дојде крајот, пак се истите. Добро. Не е таква драстична разлика. Има статистика направено последните 8. Никој не го спори тоа, него сакаме да кажеме дека многу отиде напред и од другите континенти. Не било така драстична разлика како што било порано. Сега е многу приближно. Квалитетот се приближи многу. Ајде ќе направиме. Кажете ми, спацете во муавето да видите на следно светско освен Египет. Дека сите по 20 разлика ќе видат тепар. Од Данска, Германија, Норвешка. Не се сложи. Кој ќе игра бе у другите? Кој Славе.
Добро, не е битно е да се појавиш таму. Една Гвајана, како се викаше? Минатото светско што игравме ние со нив, така. Јај са кажи ми ова фудбал што ќе биде со 40 и кусур. Што ќе биде? А кажи оние островине зеленорцки, па те па свежи. Ќе каже за фарски нешто. За фарски. Каже нешто за фарски. Па и тие те па све. Зеленорцки, фарски, ваму, онабија од нас Ја изгуби. гледа, гледај како па ја ги прошам нив да се откажат од Хасан, он ги наместил. Да се откажат од европско и светско, они кај ги покај. Ја утно темата. Ама не е битно. Не би сеч. Кој работи и греши. Првите две теми Иве. Добро, ај едно ракометно прашање за Иве, пошто политички веќе па. Погрешна страна. Да се вратиме малку сега на нашето првенство, а после на крај пак ќе зборуваме за репрезентација. Крајот на минатата сезона и почетокот на оваа полусезона во домашното првенство навистина едни од најинтересните, можеби, да не кажам 100 децении назад. Сигурно. Ако Вардар до пред крајот на минатото првенство беше апсолутен фаворит, имаше се во своји раце со тој последен надпревар во Скопје. Пелистер како екипа која што немаше што да изгуби, едноставно отиде на тој надпревар растеретен, можеби и со мислите дека нема ништо да се случи. Да, и нема што да изгуби, сепак таа можеби не би рекол јас опуштеност на Вардар, него тој момент на Опуштеност или предвремено освоена титула. Можеби ајде тие неколку моменти од тој надпревар, добро се сеќавам, бидејќи присуствував, го гледав надпреварот, тие неколку моменти, да, многу добро, многу добро. Тие неколку промашени пенали, зицери, кажа судиски одлуки, ќе кажеш. Не, мислам дека беше без ете и Славе и Џоле се тука со еден голем респект према нив. Не случајно го имат приматот на најдобри суди во светот и дека се едни најдобрите, можеби не можеби, него сигурно најдобри го потврдуваат тоа со своите резултати, со своите учества на големите надпреварувања, финалиња, Лига шампиони, европски, светски првенства, така да нормално дека се со секое почити на останатите судиски двојки дека се најкомпетентни да ги судат и тие надпревари. Сепак Пелистер дојде во ситуација да ги искористи слабостите или моментите на деконцентрација или на опуштеност на Вардар, за да на крајот и ја освои третата поред титула во државното првенство. Вардар, мислам дека се надоврзува сега на почетокот на нова сезона, влезе со амбиции дека треба да го врати приматот на со сериозна реконструкција. Со сериозна реконструкција, тоа го покаже и со доведувањето на неколку играчи, не знам, стручниот штаб со Чупич, и на крајот се покаже дека иако не доволно искусен како тренер, како тренер, но ја доби довербата, така се покажа дека не е случајно, иако беше добар, квалитетен играч, дека почнува да биде да влегува во тие тренерски води, и дека најбитно да ја послужиш екипот и да направиш хемијата во екипот. Ја пренесе тој својата енергија, позитивна енергија, своето играчко знаење. Верувајте дека јас Чупич го знам од мали години, во времето кога играв за Метковиќ, тој беше кадет. И уште од тогаш покажа дека ќе биде и голем играч, но дека и максимално посветен на тренерската работа и во некои разговори сега тука во Скопје ние видов дека стварно е доста тактички подкован, дека доста врнува внимание на тие детали. Тоа се е превземено од некоја микс школа на хрватска ракометна школа, играл во Шпанија, соработувал со Талан Душабаев во Киелци, и сето тој еден микс го има сложено во едно во Вардар, работи добра работа нормално и дека тук на крајот му дава еден резултат. Иако почетокот беше тежок за нив, може
мислам знаеме дека тешко влегува во тој резултатска. Да, за среќа на Вардар тоа беше оној подготвителен период. Подготвителниот период. И ние судевме првата утакмица против Охрид, првенствената во Борис се играше. Во Борис, они се мача до последна минута. Реално Охрид имаат два зицери крајни кај што може да го одлучат. Джоле, овде ќе се надоврзам, многу битен момент е тој период на адаптација тренерот со новата екипа, кој кај нас многу тешко се прифаќа, посебно поготово од луѓето во клубови како Пелистер во Битола или во Скопје, Вардар. Период на адаптација, извини. Да, што не би можеле, извини, само да го кажеме за Алкалуи, тони нема таква публика, таков притисок. Тоа сакам да кажам. Период на адаптација кај Вардар беше од Чупич према екипата и обратно беше многу краток. Ако во еден временски период тренерски сега зборам е од 6 месеци до година дена тука, тоа се случи во овој период од неколку месеци пред да заврши сезоната. Тој во своите изјави можеби јас тоа така го и слободно ќе го кажам, рековме тука без цензура, можеби во изјавите малце и на некој начин и со алиби призонекваше Вардар е голем тим, треба да стигнат резултатите, купуваше мобили време, ама свесно дека веруваше во својата екипа, го осети тој момент дека екипата ќе расти како што ќе расти со неговата начин на работа. Да, меѓутоа некој треба да ти ја даде и до вербата. Ние секогаш со Славе велиме, ако ти текнува, верувам дека ти текнува, кога дојде Рал, прва утакмица Металург Вардар. Ја и Славе судиме утакмицата. 9 или 10 разлика, изгуби Вардар да ги боцнеше со игла, немаше крв да потече. Значи Вардар во најак состав ти кажувам. У било која нормално друштво, дали во Битола, дали било кој да го имаше тогаш Вардар, ќе му речеше на Рал, ајде, чао, ти благодарам многу. Меѓутоа, он имаше доверба во него, му даде време, му даде шанса и на крај се покажа како успешно се до тоа. Кога нашите председатели, не знам како да наречам, директори, собственици на клубовите, ќе почнат да веруваат во луѓето кои ги поставуваат за први тренери и му дадат времето на таа адаптација и простор да го наметнат својот начин на работа, својата визија, тогаш ние ќе има уште поголеми резултати. Тука после ќе ти поставам специјално прашање на тема, а јас многу се занимавав со тоа, од твоето заминување УФРМ работник до сега се 6 години од прилика? 6 години. 2017. Да, веќе има 7-8 години, да, точно. Јас бројам од подпишувањето на платформата спојување на двата клуба има 6 години, а 9 тренери. 9 тренери. Мислам дека не е нормално дека во ни една екипа. Јас сакам да се надоврзам сега малку и за Пелистер. За Еврофарм. Да не бидам сега така дека зборам за Вардар. Извини Славе, сакам да кажам. Тука е моментот. Зависи од која перспектива гледаш, дали е добро промена на 9 тренери или е лошо. Или лошо. Сега зависи кој од каде гледа. Добро, јас гледам од моја... Дали гледаш од финансискиот, дали менаџерски, подобро да менуваш тренери? Тоа сакам да кажам. Јас знам малку дека тука ми е мене изворот на проблемот. Добра е, да. Браво, добра е од менаџерска гледна точка. Секако, што повеќе играчи и тренери се менуваат, повеќе има трансфери на пари. Арапски систем ти е тоа. А кој има корист од трансферот на пари? Менаџерите. Тука е негде ка се крие облакот. Дали домашните менаџери или странските? И едни и други. Се ова што се случи и овој подем на Вардар, сигурно дека има и заслуга Пелистер Еврофа. Секако. Никој не може како и предходно. Како и се враќаме назад, секогаш нечи подем е заслуга на така. Ние збораме за екипа која игра во Лига шампиони, така константно 3 години, али треба да бидеме реални дека нешто и се случува во тој клуб, каде што стварно финансискиот онај дел или сигурност кој е ирелевантен, него веројатно негде се други проблемите зошто нема константност или зошто сега ова се случува во онај дел резултатски на Еврофарм, бидејќи знаеме дека Битола е тешка средина и за играчи и за тренери, посебно за тренери, така. Битола која
знај ракомет која сака секогаш Има Пелистер стручњаци од сите страни. од сите. Ако се 6000, 5999 се тренери кои знаат повеќе од... Ама да ти кажам, тоа не е флоскула, тоа е стварно така. Ја колку пати во Битола сум на трибина, кога да слушнеш, разбираме човекот што кажува. Не е дека не разбира, банално. дека е така. Така. Сам да кажам дека Пелистер како бренд, Пелистер како мој клуб, кој што јас сум потекнал од таа ракометна школа, каде што сум се изградил како професионален ракометар, каде што Пелистер ми овозможи да играм и за националниот дрес и да заминам во странство да направам некоја интернационална кариера, сепак не можам да кажам дека ми е драго што гледам некои работи од моја страна, каде што стварно нешто во тој клуб се случува. Сега, дали е тој начинот на водење на клубот, дали е изборот на играчи, дека се сме дали менаџерскиот тим. Дали Пелистер треба да гледа не краткорочно, него да се гради екипата од сега за наредните 2-3 сезони и да не зависиме од резултатот дали ќе дека на биде. Битола и треба вака брзо резултати, како да не е само да сака дека прва година титула, втора година осмина финале, трета година кел. Чекај, Вардар преку ноќ ли го направи? затоа Му велам, требаше време за да Добро, стигне. нас Самсоненко во тоа време на сите ни го покажа патот како се доаѓа Да, ама Вардар се градеше до европски прв. Вардар се Така. градеше изминатите 6-7 години со утакмици со Магдебург во Кале, со Кил, така. Само една работа, не заборавајте ги финансиите. То сакам да на кажам. Вардар тоа време и сега нашите. Славчо, али добро, Значи, тоа е не многу може да се најбитниот спореди. фактор. Ние ако збораме сега за Еврофарм и за Вардар, клубови кои имаат буџети измеѓу милион и пол и тоа два, друга разлика е со 10 и со 20. Тоа се можеш да- сложувам, ама у тоа време јас точно знам колку беше, 7,5 милиона беше машкиот и женскиот клуб заедно. Тоа Сега, ама Тоа со се машки тоа е период пред короната, не Тоа заборавајте не е ни- инфлацијата. тоа не е ни Тие 7 третина. милиона сега се 17. Зиди, ама тоа не е ни третина, ни четвртина од буџетот на клубовите што ги имало во Европа тогаш. И сега ти имаш и женскиот клуб Final Four константно и машкиот клуб. Значи тоа е успех невиден. Значи Добро, јас али секогаш изборот и на играчи, така? не само на играчи, Квалитетот. не е само на играчи. Значи и сега има многу поквалитетни играчи од други клубови, меѓутоа треба многу работи да се посложат. Ти Како? башка ќе се предава. Како? Ја не знам Хемијата, поставеноста на клубот, сите други како, значи треба многу фактори да се посложат за да функционира све безпрекорно. А пред се хемијата. Види. Да, Славчо. Не, ако. Знаеш како ние, зборам сега за Пелистер, ја како гледам за Битола генерално. Значи Одлече за Битола, нема што не му е врска, него таму. ќе се префрлам и ќе Вардар. Ние сме поише во Некако Битола повеќе сака да биде локал патриотско клубот. Свеќаш да биде тренер битолчанец, да бидат играчи битолчани. Успех нема, брат. Ние сме реални. реални, значи без странци стручњаци, без странски играчи нема успех. Зборам на Да високо. не се лажеме, ја тој полемизира и со Значи университетот ние на тоа инсистираме дека цело време македонски играчи, репрезентативци да градиме. Нека Колку се ги изградат покрај странците. Не можеш ти успех на светско ниво европско без странци. Само Значи, од друга страна, ако можам да додадам само, не можеш ти, нема дилема не дека можеш ти, можеш. не можеш ти батакот да го дадеш као најперспективно крило, да го пуштиш како некој непотребен од Битола. Или браќава близнациве, да не им дадеш поише шанса да игра како македонски играч, а да му дадеш на некој второразреден. Ако е некој странец врвен, немам ја никаков проблем. Ама тоа е Порано- веќе избор на играчи странци. Порано Тоа Џоле сакам се да надоврзам за ова. Порано во Македонија и во Пелистер, како клуб кој даваше најповеќе Најповеќе, репрезентативци, тачно. на мојата позиција имаше еден принцип или еден начин на како играчите ги добиваа шанси, како ги третираа. Значи, во моето време Мирза Мемедов беше не прикосновен. Али кога јас се појавив на ракометната сцена, го заменив Мирза Мемедов и следните 4 години веќе еден олимписки циклус добив доверба, шанса и бев Али ти бил репер за точно, играта али таму. ние Тоа е моја точно. метод. Потоа на моето место Пелистер го донесе Владко Темелков. Темелков. Значи го изгради како играч. Ме наследи во репрезентацијата. Потоа Златко Мојсовски па Гоце Ѓоргиевски. Значи си имаше некој ред Континуитет. како континуитет
Така, али во еден временски период од 4 години. Така. Значи кога ти во Македонија ќе го достигнеш нивото на квалитет или кога ќе достигнеш средината, Кој ќе искористиш и кој ќе искористиш шансата, шансата, така. Секогаш после мораш да искористиш природно, дадената точно шанса. природно ти. Јас мислам, се сложувам со Џоле, ние многу рано се откажавме од Костевски во Битол како еден талент. Верувајте, За мене еден од најталентираните крила што точно. постојат, не Да, само да. тука, зборам и у Европа. Значи, сега тука треба да се направи тој концепт. Така, дали ние ствараме само локално за клубот или ствараме за државната Така е. репрезентација? Треба да знаеш. Ние бевме државни проекти. Така е. Со безлажна скромност, ние бевме државни Трајно. проекти. Иако конкуренцијата беше многу голема. Уште Во поголема. тоа време треба во 12 играчи да влезеш, да бидиш доминантен или не знам. Не можеш да споредуваш, Така, нема според. али Ѓоко Еве, мора да го 12, имаме. Не, се сложувам, меѓутоа да знаеш една работа. Еве за суди ќе ти кажам конкретно. Така, за суди. Порано, за да стигнеме ја и он, кај што сме сега, сме требале да судиме толку години у таа лига, толку години у таа лига. Па чекај овој да се откаже, па чекај оној да се откаже. Сега со 2 години судење е меѓународни станува. Значи они судат меѓународни надпревари, а не може да одсудат домашна утакмица. И сега знаеш кој ќе одсудат како што ќе одсудат, абе добро било. Абе кој е добро било, во нормално време не би немаше да успеале, не би постоеле. И знаеш што е друго симптоматично? Пример, нели, што го спомињате Батак, ево сега и Емилијан. Да. Значи, добро е да ги пуштиш тие дечки да играат, ама пушти ги надвор негде нека идат, а не директно во устата на противникот. Да. Ти фактички го пушташ, то кај тој ќе те победи. То ти е лошо И така менеджирање. испадна. Па збораме се Не навраќаме разбираш, сега значи во ти тој систем. Ако сега сакаш не да ни напредува, доаѓаше- пушти го Сегет, Веспрем негде надвор, а не ти оп. Али кај да У го иста- пуштиш у иста треба да игра лига, тоа дете, на не да конкурент. седи на клупа. Тоа е најголемиот проблем. Што нашите деца кои по секоја цена да отидат у Европа, они не идат или не бираат клуб кај што ќе играат 60 минути, они бираат клуб кај што ќе греат клупа. И од такви играчи не можеш да очекуваш после јака Така и репрезентација и фидбек и сила. репрезентација. Тоа сакам да кажам. Сега вака е многу интересно. Го зафативме Вардар, Пелистар, ај малце Се другиве. да, другиве и еве и Алкалуит и Охрид. И после ќе се обидеме да изведеме по едно резиме за секој За клуб Ако што прави добро, а што не. Многу интересно. Алкалуит, македонски проект, така. Гледај Изминатите, добро, тоа е што е факт. секако за поздравување. Така, Што сме го немале Што е долго секако за време. долго поздравување. време. Така е. Од оној металург, точно. па Мислам и дека ти кога беше во еден точно. период, Да. тогаш малце повеќе од Мака беше македонски проект. Ама не е битно. Добро, извини. Алкалуит го направи, според мене го достигна максимум. Така. Тоа е мое мислење, освои суперкуп, го освои купот, европскиот куп, Максимумот со максимумот со македонски играчи. играч, македонскиот концепт. Тоа треба да го За првак на Македонија, верувам дека и Уште 4 Живко добри играчи. Букаетов како председател и Киро како Се тренер свесни. со оне се свесни дека треба нешто повеќе. За да бидиш првак на Македонија, со овој концепт веројатно дека не е добро. Не. Тоа е моје мислење. Без разлика, И со мој, еден и странец, мој. така Џоле, со еден Ја странец мислам уште Славчо, 10 години со овој концепт. тешко е да играт, бидиш не. првак на Македонија. Тоа е моје Да, мислење. и ќе извадиш еднаш нерешено, значи, ќе тепаш да. една Не, дома. види, Ќе биде Секој кој може да оди. ќе биде стално тука, Да. трет, втор, четврт. Прв нема. За да со овој бидиш концепт првак, нема точно. шанс. За да бидиш првак, треба Треба да многу победиш и во Битола, Дали- треба да победиш и во Вардар, па И во нешто, Охрид, така, и и во во Охрид. Дали веќе тоа им е јасно Да. полека Па на мислам информациите, дека пошто треба да гледаме бидат дека малце свесни за веќе тоа. Па гледаме најави има дека дека до 4 странци би стигнало. Јас мислам дека Кире е доволно паметен и е доволно свесен дека со оваа екипа горе-доле тоа е максимумот. Ако сака еден исчекор понапред, мора квалитетни 4-5 странци да донесе, тоа е неминовно. Ако сака нормално Ако борба за сака да титула биде- прави море. точно. Ти Иначе беше една сезона беше Полусезона. Полусезона. Проектот Multi Essence, добро, тоа беше еден друг концепт на почетокот, па после Се промени, за месец дена се промени дека од развоен проект дека треба да биде, не знам, екипа што треба да дава резултати, што во тоа време не беше реално. Со тој играчки кадар беа многу млади играчи кои првпат играја Суперлига. И наеднаш ние дојдовме со екипи кои што да се играш. долго време на македонската сцена и со играчи Со кои искусни долго волци. искусни волци така, и мислам дека беше нереално на крајот да испадни дека тој концепт е
мислам, јас така го проценив и така ми беше прикажано промашен и дека ние не можеме да екзистира, а не се сложено со тоа затоа што таа екипа на Multi-Essence денес го добивме Карасманакис, не знам, излега уште некои играчи, така да не беше проблемот, само на таа екипа му требаше малку време. Знаеш, така? Извини Славчо, му требаше време за да извајме уште некој играч. Така ние не можеме од 20 да бидат сите 20, не. Али еден ќе биде така, Карасманакис ете тројца да имаш врв. Точно така. И мислам дека концептот е добар со македонски играчи, само треба малце да се сменат некои. Треба да бидеме флексибилни, не треба да бидеме стереотипни. Македонски, само македонски или странци, не. Македонски да, меѓутоа со врвни странци, кај што може и да напредуваат, и да учат, и да ова, и да... Странец не по секоја цена, него странец кој што... Така, кој што ќе прави ова разлика во квалитет. На Иве само аветот за Multi-Essence, Евро, двојка и така натаму. Значи, он вика, не се реални тие очекувања. Амбиции. Тоа не е реално, тоа не е исправно. Не може собственик на ист собственик два клуба во иста лига, бе. Тоа нигде го нема свет. Само кај нас функционира тоа. Се сложува. Прво не е како да има, па не е тоа лига, во иста лига. Прво не е регуларно. Еве ја пак тврдам со сета мој искуство, не е регуларно. Имаш искуство, да не се лаже. Ти да ставиш два клуба на ист собственик во иста лига. Во иста рамка. Еве, нека ме демантира некој дека тоа е исправно, ќе му пружам рак. 4 года сигурно. Па не се будали во Италија, во Шпанија, во Германија, имаат сите втори клубови. Кај сте виделе вие Барселона 2 да игра во Шпанија, или Милан 2 да игра, или Јувентус да. Сите имаат втори тимови. Ама никој, да, освојувам прво место, ама никад не сме да влезе понапред. Да. Што предлагаш сега? Да го ставиме на гласа? гласа? Да не сме да има таков втор клуб на некоја екипа. Нема регуларност. Дали таа тема постоеше пред неколку сезони? Некако као друг правен субјект било, демек и тоа така како правно кај нас други се као собственици на документ, друго не држи вода тоа. На темата странци во Алкалоид, гледаме дека според буџетот кој што го имаше изминатата година Алкалоид воопшто не заостанува, дури е да не кажам барабар со... Не знам ја буџетот, да. Ќе си да кажам после, таа информација осветлива. Да, ја има на интернет. Добро, не сум ја не. Буџетот на македонските клубови. Го има на интернет, они се акционерски друштва, да. Он ти немаш интернет. Немам интернет, ја не гледам ни. Значи буџетот е барабар со овој Охрид беше нешто понизок, ама најверојатно следнава сезона ќе биде повисок. Тоа укажува дека Алкалоид може да си дозволи 4 сериозни засилувања. Без никаков, мислам дека без никакво размислување или двоумење, Алкалоид сигурно нека може да донеси 4 и кого сака не квалитетни странци и така, што виделе кого сака. И плюс дали да го извини да додадеме моментот дека на пример пред 4 години кога Алкалоид бараше странци, никој не го познаваше Алкалоид, а сега од оваа перспектива постојано е во врвот, освои европски куп, освои куп, освои супер куп. За разлика од Охрид, кој на ракометната мапа го немало нигде во Европа, сега ти за да избиеш дали во домашна лига, дали во Европа, ти треба да земеш и многу пари да плати за некои странци, ако не се условно речено најквалитетни, ама мора да даеш многу пари за да останатите почнат да доаѓат и да ги убедат дека после со време се прави и успех. Точно. Тоа е веќе полесно. Тоа се две различни концепти, точно. Затоа ги споредив. Така, Алкалоид е концептот, ствара играчи, дава шанса на македонски играчи во интерес на македонската репрезентација, од друга страна носиш странци кои што треба да се вклопат во тој систем. Така, веројатно овие сите странци до сега, јас на пример не знам зошто Арнон Бинго како еден квалитетен странец не се вклопи во таа средина, но тоа се веројатно некои други работи, некои интерни, така. А Борозан како играч, Борзач како играч е да, квалитетен, но мислам дека мое мислење дека во овој концепт и во овој начин на игра на Алкалоид. Не демантираше. На Алкалоид, извини Џоле, мислам дека не се вклопува. Зошто? Тој е моје мислење. Поспор играч, пошто е повако. Играта на Алкалоид сосема некоја друга. Магдебург стил, еден на еден. Ама не демантираше.
бар овие почетни утакмици. Во почетниот Во така. почетни. Зборам сега како профил. По профил, Значи тачно како профил се слагам. не дека системот што игра Лазаров е малце поразличен од тоа што Сега го да Орцаш е Стара некој. Пазова те познава. Така да- беа на припрем. Мислам дека Алкалуит ако сака, така се навраќаме со своите амбиции, спонзорот кој го има позади себе, условите што ги Таков кажа спонзор секој Славчо. може да посака само Стварно и е така дека Алкалуит е клуб кај што нема ништо не е спорно. Не е спорно. Мислам дека за некои поголеми дострели нешто или тоа што им остана во овој момент тој атак на тоа прво место или да бидат да се замешат во таа борба за шампиони, треба стварно повеќе од еден квалитетен или двајца странци. Ај сега да се спуштиме доле на Охридско езеро. Таму, например, има аеродром, има езеро, има инфраструктура, не е лоша. имаш пецак. Го имаш пецак страстен. Добро, и тоа е страстен, Како не, тој не страстен. љубител. Многу страстен. Многу страстен Тоа го љубител. одвојува тоа е од еден од дел од И- мозаикот, И од некако факторите. Да. резултатите се како на филмска лента некако се движат, стануваат сериозен фактор, турнирот што го организираат станува се подобар и подобар. До каде може да оди Охрид? Охрид мислам дека може да оди да најдалеко. Знаеш што Пецакот кога прават интервју вика странски играч, вика, ма ви од Струга странски играч. Види, они не е само оваа година, они неколку години uzastopно, значи Сакат финансираат, да го- инвестираат, да, кажам ама тоа, си браво. работат паметно, чекот по чекот, по стапка, полека, Не, полека. тоа не е баш на филмско кој платно. концепт беше Знаеш, да. македонски играчи Колку точно. играчи се сменија во Охрид, да броиш Да, се може сменија, 100 да. играчи у рокот. Да. Тие се Остана е најквалитетните некако кои- под радарот, ние гледаме цело време што се менува во Така, Пелистер, во така. Вардар, во А- Алкалуит, а овие Нас ништо не ни бега од нас не радар. бега, Мислам да. дека Кој е Амакс? го тестираше Ја имам една друга сега малце 5 минути, ама заврши. да. Охрид го тестираше патот до ова денес што дојде во концептот, во однес на концептот, зошто? Проба со одредени буџети кои не се толку големи, така, да видиш Видат дел од колку плейофот, секунди, да. точно, да видиш конкурентен во плейофот, потоа се зголеми апетитите, играш едно коло во Европа, значи гледаш кај си во однос на другите екипи, за денес да одат со тој концепт дека освен со квалитетни странци, Не може, странци да. дека не може подруго. Да си Да конкурентен, не забораваме дека и таму 4 години 4 тренери. 4 тренери. 4 тренери. Добро, Али али баре на една али година. што остана, Да. што остана 3 Остана, години. остана. Така, доби доверба без разлика на резултатите Без и разлика му дадоа во однос доверба. на буџетот кој го имаја, можеби тие очекуваа повеќе, али му дадоа доверба и тој работеше. Али не треба да занемариме и една друга работа. Ајдушот како вакво имаше по мене две неправедни и против Вардар и против Пелистер дома изгуби. Да. Свеќе се сменеше доколку ги добиеше тие два Утакмици, надпреваци. точно. Да, тоа да не го занемариме. Изборот на играчи според мене е тој кој што во моментот е адекватен на пазарот. Значи тие може би ќе си дозват денес, јас не знам. Слушам и вие знаете дека спремен да плати и 10 и 15 илјади евра за квалитетен За играч. играч, само дајте ми Треба и да тој ги играч најдеш. да го најдиш. Така, тие се базира на тоа што е достапно во Моментално. моментот, така, квалитетно и врз основа тоа се градеше екипата. А исто гледаме дека не им се надвор од фокусот и македонски И играчи. македонските Не, играчи. никако, Точно, никако. точно. И да не занемариме дека Борис Роевич не е тренер за занемарување, Точно. напротив, многу искусен тренер, 13 години поред Првак. шампион, првак и куп и све, селектор на Србија Србија. воедно, значи отеднаш и да дојдеш тука, значи него му било веќе предизвик. Колку време треба да му даде Охрид на Роевич за да За мене има се сериозен резултат? 4 години. Види, он дојде некако, знаеш, скромно, Тивко, срамежливо, тивко, во Охрид, И никој уште у ништо не легенда. пишуваше, ама еве го направи бум уште прва сезона. Верувајте дека победата над Пелистер, на Еврофарм Пелистер е тој првиот чекор, кај што тој ќе ја добие таа доверба дека ти можеш И само доверба. и само доверба дека можеш со најдобрите. Од почеток имав свое мислење за Охрид дека е екипа која не може да победи се во носи. гости.
Да, дека ако некој репер да видиш ти првите две екипи, мораш Мораш реков гости. во гости да победиш. се сложам. А Охрид дома е незгодна, агресивна, добра екипа, а во гости е нешто друго. Тој момент кога ќе се Преломи. ќе се смени, ќе се преломи, тогаш ќе бидат сериозни кандидати, а то веројатно може да дојде во некој Многу идно брзо. време од година Види, дена. да, Така не треба се многу сложам. да. Ја ќе те Да. демонтирам се одма. Прво коло оваа година игра Алколит Охрид. У Алколит Охрид водеше до 59. До последен 59. напад. Извини, се што Тоа е- зборам за Збори за- Еврофарм и и за за Вардар. Вардар. Аха, За- на добро, тоа мислам. Добро. На тоа. Значи И они Вардар ќе го добие. оние имаа Сам ја таа изгубија. победа у раце. Што значи ќе беше тотално сега распоредот на Ама од Нешто друга да страна подобро, нема да да. занемариш ќе изгубија од Пелистер 2. Ќе Убитола, Убитола, точно. Точно е. После Вардар го има за неполна минута исто се кршеше Дали не решено, треба дали- и ваму. Тој го спомнавме, тој направи Со Вардар во Охрид беше Така, тука беше утакмицата. тешка утакмица, текнало значи тешко, до крај. не дека не е спремен да тепли надвор. Не, тоа сакаше да Јас каже. го кажав на почетокот, мислам Да. реченицата Да, ја да, почнав да. на почетокот, ми добив впечаток дека екипа тешко ќе добие во гости Да. деко, али Веќе не како демантира веќе се- лека по лека. Точно. Види, знаеш што е убаво, што уште по два пати ќе играат сега пак. Да, да, Тука да. ќе биде сега што Сега ќе биде точно. покој. И сега знаеш што, сите веќе се плашат да играат у Охрид. Да. А не само Охрид, него и дома кога ќе им дојде, затоа што веќе покажа Заби дека Точно. А Алкалуит беше у надолна линија Алколит беше до нерешеното убитола. Се Веќе враќа, сега се да. враќаат во живот. Точно. Мене знаеш што ми е само да малце на страна. На кеструга. Мене ми е чудно. На кеструга сакам. Не на Пак кеструга. се Мене ми е чудно, ај овој го анализиравме првиот дел на табела. Средишниот ми е чудно како наеднаш за една сезона Бутел, Пролет и Тиквеш падна на толку ниско ниво. Они Без сите амбиција. тие Без три амбиција, екипи да. секогаш чепка некој од овие водечки може у секој време Поготово да Тиквеш. Сега како да изгубија амбиции, како да нема џоба да се надпреваруваат. Изгубија и пари, бе, Славе. Па во ред, него Дали следат и тој чекорот момент, со... Не, дали Да. сигурно, ви кажувам дека е тој момент. Па нема Нешто се динар добиено. случува, таа средина изгубивме Зборам како од држава. квалитетни екипи. Тоа го слушнав дека веќе 3-4 месеци таму Да. се доцни со плати во сите овие клубови што ги клубови. спомна. А Дека тие тој беа веројатно е- А, квалитетни чекај, екипи. а од друга страна слушаме, видов таму нешто Борко, ќе финансираме само врвни екипи. Оној момент кога ќе престанеме да финансираме нормални екипи, тој момент веќе нема да го имаме спортот. Да бидеме свесни за тоа дека ќе се дешава. Сега едно се збореше на почеток, сега се збори скроз друго. Не може само и да имаш врвни екипи, ти мораш да го имаш ова останатото, База. за да стигнеш базата База. до ова. Иначе све ќе крахира. Ако се врати, извини, ако се вратиме назад 60-70 години, Тоа знаеш нели, како- тоа знаеш- памтиме тоа ние знаеш како сите, ти е, еве, ја работам- бивша Југославија не финансираше врвни екипи. Така е. Него финансираше масовен спорт, Масовен спорт. Да. инвестираше во сали, во стадиони, во Инфраструктура. кајак, Инфраструктура. стази, табли за пинг-понг и базени. Не иди понатаму. Така, Ја работев и у една Југославија винарија. беше Слушај, врвна спортска сила. слушај, ја работев у една винарија. Од почетокот, од времето на старите газди до ден денес стално се давало. И кога ќе научиш луѓето дека се дава, нормално да очекуваш ти да се дава. Прв момент сега Кога не нема да даваш, даш, толку е. Заврши љубовта. Заврши љубов. Види ти колку Од секаков аспект зборам. Например, овие 4 екипи имаат финанси, така? И ти се ако и на тие финанси уште плюс ги стимулираш. Додатно ги стимулираш. Значи тие се зголемува со буџетите и се прави голема Јас се зголемува. со други. Се зголемува Овие јазот. другиве веќе се на Животарат. Преживување. на крак. Живуваат, Така, да. Кој ќе дојде играч или тренер сериозен таму? Никој. И само јазот се зголемува. Да не збориме за дното на табелата. Таму па се мачат за надпревар да платат за суди, за семафор, Или да за ги чекаш Што е по многу 3 недели. кога ние веќе збораме за таа работа, значи нашиот спорт е во сериозен проблем. Се, Знаеш, ние збориме само за тачно е. успеси, Збориме само за врвен, први- а не правиме за ова за нормалниот база. Другиот дел од табелава е А такви се многу. Да не збориме па женскиот ракомет на кој ниво ни. Тука па Тоа одамна. да него Да, Болна шириме тема. тема. Ај, види, една емисија треба да начнеме само таа тема. Затоа што женскиот Женски ракомет ракомет. Женски цело ракомет, време, да. а пази, првите успеси со женски ракомет ги имаме на Направено. европско ниво. И на европско и на светско. Првото некој освестување Така, да. И никој не го гледа женскиот ракомет. Целиот акцент се удира само машки. И јако во Маш- женскиот ракомет со многу помалку пари може да постигнеш многу поголеми резултати.
И тоа не треба да го занемариме. И тоа не треба да го занемариме. Значи се бараат ностоп модели, ваква лига, онаква лига, една лига, две лиги, не знам, 4 пати, 3 пати. И кога ќе завршиш, спасот е пак во таа регионална лига која што спомнати, Југославија, инфраструктура. Значи све ова било правено, дали од индустрија, дали до војска, дали до спорт, све било правено за овие земји. Така да неминовно е да дојде пак до таа регионална лига, ако сакаме да имаме успех. Просто ако го погледнеш составот на репрезентација не можеме да идеме напред. Не може напред. Ако го погледнеме составот на наша репрезентација денеска ќе видиме дека таму има играч од Штип, од Струмица, од Свети Николе, од Кавадарци, од Струга, не се од Скопје, од Битола и од Охрид сите, така. Значи тука треба да ни биде првиот показател дека дека треба повеќе да се инвестира во базата. А тоа и министерот го кажа. Виктор, Еднаш. Така, го каже, ама нека кажа, па промени. Што зошто имам едно прашање. Јас бев директно инволвиран во онај период кога ја имавме школата со Зарков. Кога почна да работник. Работник потекна од ХЈС. ХЈС беше, ние отворивме школа со 3 вечина. Знаме, брат. За во 2-3 Ја и Славе, памтиме многу. Така, за 2-3 години направиме една база од 150-200 деца. Тачно. Што ми е муабетот? Муабетот ми е зошто исчезнаја приватните ракометни школи. Денес, освен Јоргон, што работи со таква... Сакаш да одма да ти кажам Јас го знам, Штета што не е Јоргон тука да каже колку финансии он зима за да го организира тоа. Па сакам да ти кажам нула. Па нула. А ние треба да ги финансираме таквите проекти. Тука е мислам дека тука е негде проблемот затоа ги губиме и тренерите. И тренерите. Зошто исчезнаја приватните ракометни школи? Иако мене ме прашува што ние најголем проблем нас лично, тренерите, колку сакат нека ми се налутат, меѓутоа ние имаме развој до одредена возраст. После таа возраст имаме кракирање. Не само во ракометот. Зборам у глобала у спортот. Дали е баскет, дали е фудбал, што сакаш. Значи ние имаме до одредена возраст, супер, после тоа не нема нигде. Значи треба да инвестираме во тренерски, во кадар, во све треба тука да се инвестира. Тогаш и тренерите би се едуцирале кој ќе дојде до одредено време. Ние имаме примери од играч стануваш селектор, така, ние мора да видиме јасно дали е Киро стана така тренер. Играч тренер беше. Од играч тренер и низ селекторската заради дадена неизмерна поддршка. Нормално овакво немало да функционира тоа. Така, друго ми е муабетот и констатацијата дека низ тие школи така и тренерите се градат. Така. Кој имаш од почеток начин на работа со млади категории, едукација, педагошки пристап и така натаму и така натаму. Основни елементи на ракометната игра. Тоа најповеќе што ни фали. Еве сега тука одма. Значи статистички на последните 4 големи надпревари, обожавам. Ние имаме безмалку 15 изгубени топки по надпревар. Иван Марковски, поранешен репрезентативец. Виктор се тренер, кој што кога ќе ја погледне статистиката после надпревар и изгубил и му вика на помошникот, зашто изгубивме 3 разлика? 15 изгубени топки има. Смешно. И уште 15 додади одбрани од голманот. Значи изгубени топки Знаеш ли колку има такви тренери со таблети сега со? Слушај, и сега доаѓа, слушај, ја имам една теорија на заговор. Слушај, имам една теорија на заговор, пример за данциве. Не, доста се. Не, добро. Друго сакам да кажам. Доста веќе, аман веќе. Немој за не знаеш што слушаме уживо. Знаеш дека сме на линк со како се викаше, друго сакам да кажам. Знам што сакаш да кажеш. Доста. Знаеш дека имам понуда ја да работам за не прифаќам. Не прифаќам. Друго сакам да кажам. Не, ја башка немам ни школа. Не кажуваме тоа. Не, ја немам завршено ни школа за новинар, затоа не ти треба школа. Зар мислиш ти сите тренери школа имаат? Абе ми сега најсно школа имаш. Абе тоа е у генот, или го имаш или го немаш. Чекај, и за новинари е така. Па за све е така и за тренери за новинари или не ќеш бе, или можеш или не можеш. Еве школа. Знаеш колку имаш школа завршено не знаат ништо. Пошто он сака статистика. Да му кажем статистика. Школа. Ние имаме школа на судење, така? Ја и Слава имаме визит картата не. Да. Хендбал рефери академија. Сега, што е муабетот? 50.000 регистрирани суди Германија. 2 меѓународни пара. 25.000 регистрирани суди Франција. 2 меѓународни, ама нема на европско.
Ние имаме 50 суди, имаме 6 меѓународни пара, 2 евро. Па 50 се пример 10 девојки женски. Тоа не е 20 деца и 10 сериозни. Значи тоа не е за занемарување и за ебанција. Сите судиите. Ние имаме судиишта за сите овие земји. Тоа ми беше муаветот. Таму работат, посветуваат проекти, секоја титула они ја решаваат. Тоа е тоа. Да се вратиме на моментот за школите и за тренерите, за работата и за развојот на тренерите токму во тие школи. Тука те прекинав јас, кога кажав со изгубените мислам дека топки. со тие школи се изгуби тој тренд дека тренерите треба од тоа прво скалило да почнат да се едуцират, да се увршуваат, да се градат кога ќе дојдат до нивото до прва екипа. Значи мислам дека тоа кај нас малце се изгуби, без разлика на тоа што функционираат овие како се вика здруженијето на тренери кои што едуцираат тренери, ги донесиме првиот, вториот, третиот модул до мастер лиценца, се е тоа во ред, али има еден многу голем податок што го вика Ѓоле го кажа преја што и кај нас Македонија како земја има, сега не знам во бројка, али доста тренери со... Јас ќе ти кажам бројка, околу 400. 400, али со лиценца, али со мастер. Ги има, мислам дека повеќе од 50 да не претерам. Сигурно. Се дали за сите 50 има клубови, дали има работа, дали е тоа само да ја имаш лиценцата, ти сигурно дека лиценцата не те прави тренер. Така ни помни. Сам да кажам дека баш од тој момент кога се изгуби, баш не знам со кој разговарав сега, приватните школи, а нема појќе во Кичево, во Ресен, нема во Струмица, Астрион беше потекна школа на Мики Пандев или така, значи повеќе не постои тоа. Така, зошто дали клубовите тоа го направија да биде така, точно. Зошто школите екзистираа од таа чланарина или не знам како, па нормално мора тој тренер. Така, ако нема работа, ако нема финансиска накнада, мора некако да екзистира. Првата година, ја колку што се сеќам, тој спортски ваучер беше наменет само исклучиво за младински спорт. Значи првиве тимови не земаа финансиски од државите. Исклучиво беше за младински екипи. Точно така беше. И освен тоа, видоа клубовите дека може да се финансираат од државата, тоа се изврте, се направи, некако се пренамени за клубови. Се врати го назад. Сега тие не земаат ништо. Младинските екипи, него си го зима првиот клуб за да си... И така полека дојдовме до податокот дека Македонија има едва луѓе 2800 регистрирани ракометари во сите категории. Ама ја кажам дека тоа не е меродавно. Исто кој што има тој 50.000 регистрирани суди. Никад не е тоа меродавно, Џоле, ама не зборува дека на спортот 2800. И тоа многу. Сега имаше податок последно и до 370 и нешто. Не, ни битно бе, 5000 нека. Ама тоа е реален и коректен податок, а пред тоа другачие се правеше. Малце ги пумпа. Предходно Виктор, од тука треба да потегнеме. Знаеш како, една екипа има пионерска, кадетска, младинска, са пионерчиња играат и кадети. Ги броиме 30 таму, па 30 таму, па 30 на 90. Уствари тоа се вкупно 30. Од било кој аспект имаме за тоа дека од овде треба да кој е факторот кој што вакви прашања треба да решава? Министерство за спорт, Ракометна федерација, Сдружение на клубови, па ја мислам све тоа заедничко, треба стратегија за спорт мора да има. Министерство за спорт треба да има стратегијата. И таа стратегија да се спроведе од сите федерации, а федерацијата да ги имплементира во клубовите, во сдруженијата и како од врво да се нам ја да пишам. Па пишува, пошто види без стратегија за спорт. Не, тоа сика национална стратегија. Прво ние немаме национална стратегија како држава, црвени линии, па све друго. Па после правиш национална стратегија за спорт. Кој ни е спорт број 1? Ракомет. Ракометот вака. Не може сите по дефолт дека се спорт и дека треба да се финансираат. Не. Ќе ја земам Бугарија, иако не ги сакам многу, ќе ја земам за пример. Зашто? Он знае дека дизачи тегова и што имаат уште одбојка, не знам што, у тоа инвестираат. Не можеш и у све да инвестираш. Само колку да го има тоа. Имаме 3 спорта, у тоа ќе инвестира. Имаме 5 спорта. Имаме индивидуални спортови. Врвен спорт е скроз друго нешто. Тоа што е врвен треба да... Значи не треба да идеме подалеку, ние не сме Србија. Немаме
одбојка, немаме кошарка, немаме ракомет, немаме ватерполо, немаме тенис, немаме атлетика, фудбал. немаме фудбал. Да. Што имаме ние? Ние имаме една репрезентација ракомет, тук таму некоја репрезентација искача баскет на 10 години. 10 години генерација. Генерација. Одбојка нешто е. Ма еве одбојка пак е тоа Во смешно, континуитет. нема континуитет нема. Чат пат ќе искочи одбојка, фудбал ќе блесне од години на години и ние имаме едни суди и тоа е. У тоа ќе се насочам. Ние не сме биле спортисти, па како не сме биле ние спортисти? Поише се спремаш, поише даваш, поише ова. Ветено вие во 2 наврати кога тоаш ќе добиете пензија. Ветено ние нас Чекам пензија. Чекам. Му ветуваат, Чекам, му ветуваат, чекам бе брат. Ама и треба така да биде. Па ако ги правиме по категоризација, така, јас во еден период пред неколку години кога работев во Франција, прашав кој е како треба да ги категоризираме тренерите во Македонија. Така дали е доволно само да ја платиш лиценцата, така да ги помуниш модулите или да имаш некој така да, некој во Франција имаш ти она што и вие во еден подкаст го кажавте, двата зборавте за таква категоризација. Суперлига кога ќе судиш или кога ќе видиш тренер од Суперлига, треба да имаш еден одреден буџет каде што или плата каде што нема ти категоризација, не смеш да одиш подолу. Во втора лига не смеш да одиш од одреден X. Затоа се тепат спортистите да играат у Франција. Точно. Зашто? Престане да игра у Франција, му плаќаат уште година, две, Кој е три. таа категоризација? Кои се принципите ти да бидеш Врвен, квалитетен тренер, да. така да заработуваш не знам минимална некоја Ќе плата? дојдеме до една тема што мене ме окупира последниве неколку години, а дури страв ми е некогаш да ја кажам, а тоа е дека ние всушност во сите спортови сме аматери. Па не треба страх. Дали ти како тренер на X екипа во прва лига имаш пензиско, социјално и здравствено осигурување? Не. Значи ти играш од љубов таму Во и од фудбалот некоја е сосема подруго Сосема, регулизирано. да. Таму Така, мораш. таму мораш. И Таму како Дали играш. вие како суди на Суперлига, извини. се акционерски друштва сите клубови. Не, само да сака постам кажам, прашање. Дали вие како суди што судите Немам, професионално ништо зборуваме, нема. дали имате Ни професионално, а ти ништо ако нема. скршиш Толку нога на е. утакмица, Те нема. кој Па ќе ја ти зашто плати? се нервирам? Никој. Ако ти вика Вослави малку да не се Завршуваш кариера, што? Точно. Значи доаѓаме до тој момент дека ние се уште немаме ни С од стратегија за спорт. Немаш. Ниту Така пак и сме подадете заштитени, една така сала, и не дивната имаме фела. темели. Така, Мене- на никаков начин не сме Мене многу заштитени. често ми пишуваат пораки на само ракомет имаш- родители на деца. Имаше Борко една иницијатива ако ти текнува, ако ви текнува за пензиско и здравствено, ама ретроактивно. Ретроактивно не може тоа. Тоа може само да почнеш од тука, пап, и да почнеш. Ама имаше таква кој идеја, сега докаде Добро, се он Пошто Сега ние сакаш да имаме ги- сериозен проблем. Да ги спочитува сите спортисти што Се биле, што слагам. тренирале, што немаат се ништо. слагам, повеќе. се слагам. Тоа е голема Ама тоа е тема, голем тоа процес, затоа не може финанси, тоа. големи се тука. Некојаш мора да Мора се пресечеме и да пресече. кажеме луѓе, окей, до сега импровизиравме. Од сега Од идеме. сега Македонија кон спортот ќе се однесува. Виктор, немаш како- ни една што сала треба. што се загрева за ти да млади да тренираат бе. брат. Слушај ме. Од тука почни. Значи Од најосновниот не треба, да не се треба да пресече. идеш, не треба да идеш понатаму. Сега, по игра на случајност, так бев кај кумовите у Стара Пазова. Идеме, често и он со спорт. Идеме, нели, куќа на фудбал, кај што ние идеме на припреми. Тоа е science fiction направено. Што сме ние будали, не можеме тука да направиме. Имаш планини невидени, имаш комплекси невидени, имаш ова, од кога збориме за тој олимписки комплекс, кај што ќе имаме и сали за тренирање и теретани, да не направиле се сетиле луѓето, направиле нешто врвно Тоа е невидено. дел од стратегијата. Тоа е дел од стратегијата, Да имаш да привлечеш, да база. анимираш база. Ние немаме основа, а сакаш ти нешто А да не ти понатаму. кажувам у Норвешка кога бевме горе што имаат све. За спремање на овие скијачи. Мене за Данска ме интересира Знаеш ли тоа. што е тоа таму? Ето, за јас сум тука ќе ти ме објаснам, кажеш, ама у да. некоја друга прилика. И на джигер таму. Отидовме со едни по-болни теми, ај па Ма не се болни тие ни се Реално се реални. Тоа е Ама реално. додека не се разговара за тие теми, ние ги избегнуваме дилема. зашто е негативно, нема позитиво Да, тоа, се сваѓаш. И затоа само ги потиснуваме, стај под тепих, стај. Па добро, еве, јас се обидувам Ама, некојаш чудо што е со вас и направено. со било Да, кој да, да да. ги Знам. чепнеме тие теми, да Еве, ја да не се читам, правиме до милион пати не, каменска да, кралица, нели? прилика да го Прилика да потенцира. го потенцираш, да. Еве пред некое време на Лани бев таму. Бутел алкалоид ли кој беше на директен пренос,
ки видовме двајцата поранешни репрезентативци Пикери, Столе Стоилов и Ѓоргоновски гушнати, смрзнати во салата, со јакни, со зборуваме за нешто врвен спорт. Така. Зборуваме за ние неме прво осветлување како што треба. Ние кога сме доведени тренерки да ставаме од адресот за судишо подкастова, плюс Ти добро го кажа тоа. Кај треба да се почне? Која е институцијата релевантна за тоа? Министерство за спорт. Добро, па значи Тука е тогаш стратегијата. па на кој тогаш? Веројатно треба Борко тогаш да превземе некоја Сега у моментов, тачно. така одговорност или вртам. не знам, стратегија да почне да се не е случајно ова. Не е случајно. Значи овие се сите работи искуства, така сите сме работеле Види, да надвор. не искочиме са Борко од Борко. Не, во Ова се болни точки што се провлекуваат Со години. луѓе. али мора Значи, Некој да нити пресече ќе го негде. реши, така. нити следниот ќе го реши. Значи, Ова ова е политички. процес што Ова треба да е трае 20 години, луѓе. дефетизам. Нема да. Ма 30 години е проблем. Ти не можеш да го решиш у една година. Ова е Можеш политички. да почнеш да го решиш. Може. Па тоа е друга, ама треба за тоа Повеќе што момент. рековме, стратегија. Без стратегија на папир ти не можеш ништо да работиш. Види, ама за Текна таа на- стратегија треба да инволвираш Тука е тоа. На Треба Монти да Пајтон најдеш ви текнува. луѓе искусни, квалитетни, Монти со Пајтон. знаење што ќе А оспроведат. сега нешто сосема Во друг контекст беше. На местото е Борко и треба да, него, како прв значи, човек тоа е на процес што Министерството треба да мора трае. да почне од негде. Значи долго време имам желба за уштедна работа, нели она едната ја активиравме панел дискусијата. Убава беше. Лани беше убава, годинава ние И само ја полемизирав изгледа и се имаше се вклучија други. Годинава ни е закажано втората, значи некаде кон крај на февруари ќе биде сега наскоро ќе објавиме кои ќе бидат говорници, гости, ќе биде пак интересно. И втората работа, уствари третата, нели ова прво подкастов, втората панел дискусијата и третата работа што ми е замислена и дај Боже ќе ја направиме, тоа е нешто е во форма на панел дискусија, ама ќе биде со повеќе вклучени неракометари. Значи кај што ќе повикаме да речеме некои 7-8 говорници од ракометот и кај што ќе повикаме гости, публика која што ќе може Планови. повеќе да разговара. Значи тоа е И тоа е интересно. третата Зашо работа не? што ќе Да, ќе ја да. направиме и најверојатно ќе биде во некој кафич, ресторан и интересно ќе биде кај што ќе слушнеме, пошто ние сега од цело Малку време ги поразлични слушаме, теми. да, прашањата ги слушаме од внатре, а да слушаме нешто и од надвор. Пошто нели сега јануари е месец, некој вика месец на Ти си ракометот. натри и надвор, така Јас сум- да јас знам. можеш да ги поврзиш тие Јануари е нерви. месец на ракометот, ама јануари е месец на публиката, да не забораваме. Така е. Затоа што има луѓе кои што цела година Види, гледаат ракометот си игра две-три за утакмици, публиката, не си игра за нас. гледаат Вардар Пелистер евентуално, ама кога ќе дојде јануари се гледаат Само ќе Македонија. ти кажем една работа. Мимо ова ние збориме негативно, позитивно, вака, така. Сега кога бевме мамо и со репрезентативциве на Србија правиме моја, што играат Германија, сите гледаме, вика, македонско првенство што се Да, случи. да. Значи да не се лажеме, сите од регионот Не само од регионот. тука. Ја ви тврдам Да. дека и многу подалеку И гледаат подалек. македонско Сите првенство. утакмици ги гледаат. Па Јас знам вие сега дека- видите, точно. Јас тоа знам не е дека- за занемарување. Дека од Данска гледаат и подкаст. Гледа. Така? Има и од друга една блиска земја. Сабскрайбери на Данска. Ајде сега полека се префрлиме на Европско првенство, а пред тоа Дека како топката во воздухот да ги најавиме составите. Во милената на Џоле. Прашање за Иве, ова се уствари вака ми испадна многу интересно. Тебе ти поставам прашање, они си одговараат. Одговара, да. Ние сме почести гости, ние сме најчини ова дека само Добро излезе, Добро не? излезе, одлично. суфлери. Ова супер испадна. Ѓорго ни фали до душа, Ѓорго ама фали, следна ама прилика. апсолутно Оне оправдано. за овие теми за Секако. младински ракомет, он е многу Елоквентен. Во- си ги знае проблемите. Во Пелистер по силата на работите се издвои како лидер Фитулј од Кузмановски. Во овие другиве, Вардар, Алкалуид и Охрид, јас не можам се уште да детектирам лидер. На Кузмановски мислам дека по сето на неговото враќање од Германија, шансата да се врати, така Пелистер му даде шанса да се врати Во ракомет. во ракометот точно. За него Германија беше тежок период. Тежко. Така тешко виде дека Дека не е дека така не е едноставно. баш едноставно и дека не може на таа сцена да излезеш само како млад талент, перспективен тој оде како млад играч овде. Неговиот најдобар потек беше што
што се врати во Еврофарм и фактички да потврди тој некој квалитет негов што го имаше од претходно. Да. И таа цела како да кажам, цело тоа искуство во Германија, во неколку клубови каде што играше во исклучиво тренажен процес, многу малци утакмици имаше, тој го имплементира во Битола. Значи го даде се тој максимум и на крај Пелистер му даде таа улога првен капитенска талента како дете кој доаѓа од Битола и сето тоа што го доби од Пелистер, од клубот, улогата која му ја наметна, мислам дека тој на најдобар можен начин му ја врати на Пелистер како клуб на Еврофарм. Така, подосна и во репрезентација се наметна како еден од играчите. Фитилот никогаш не беше на листата за одстрел кога Пелистер ќе имаше некој неуспех. Ова вездо леташе тренерот. Леташе тренерот. Сакам тоа да кажам дека неговата улога во клубот е толку сериозна така што на некој надпревари Фитилот му помогна на Пелистер така да освои важни бодови така натаму, на некој надпревари требаше малце и да види и ова да ни седнат на клупа бидејќи порационален бидејќи еве против Алкалуит и против Охрид нигде го немаше. Точно, да бидеме објективни. Да бидеме објективни. А никој тоа не го кажува. Не го кажува, али треба да бидеме објективни дека не секогаш ти можеш да видиш од корис на екипата. Знаеш кој е единиот корис 100% на екипата до сега зборам у Европа? Гицел. За секој надпревар константен ќе се навратиме на данците му позитивно. Значи Гицел ти е 100% у секој утакмица дава максимум. Ван сериски. Пелистер и ако гледате дека мислам дека ја гради екипата околу Кузмановски, така и околу тој дел околу Кузмановски, за разлика од другите екипи каде што се е подреден или според Кузмановски, каде што другите екипи како Вардар, Алкалуит, ајде и Охрид дека ја прават се подредени на колективот, дека сака да направат на здрава конкуренција. Ова е колективен спорт. Точно. Тоа е разлика. Се разбираме, значи се разбираме што збораме, дека е се околу средено на колективот, дека колективот секогаш треба да биде во преден план, а колективот да го издаде најдобриот поединец, така секогаш што е во праксата. Кој ќе имаш добар колектив, не е битно кој ќе даде најповеќе голови или ќе се истакни, едноставно самото поставување систем ќе ти го излечи најдобриот играч. Мислам дека во Пелистер, паш кога напоменав од почетокот тие работи што некои се случуваат, што мене ми се чудни, не ми се допаѓа, можеби е тука се крие негде тука то прашање зошто е и како. За разлика од другите клубови каде што не кружи го Гишел ко Крагуевец. Тоа не е проблемот. Можеме, нема да го нема да бидам, нема да речам дека не е тој проблемот, али треба можеби да се воведи во еден колосек. И Филип дека не. Тоа е тоа, треба да имаш авторитет над него, а не да биде он авторитет над другите. Збориме се за него. Иначе у глобала треба ти кој тренер да бидеш авторитет на цела екипа. Толку ќе ти точно. Сега дали беше подпомогнато од семејството Стевјеви, така му е дадоа таа улога, поддршка и сето тоа не навлегуваме. Така, али да видиш подреден на колективот, така и да еве ние слушаме се дека Фитилот ги менува тренерите ако не се допаѓа. Тргни ко судија. Дали Фитилот или кој да е, што може на нас да реагира и што може на другите. Значи се сведува на авторитетот, дали како тренер, дали како судија, дали како кој да е. Мислам дека тука треба да се решат некои работи во однос на Кузмановски. Така, тој е добар играч се, али се треба да се подреди на квалитетот и интерес на екипата, не да го влечат индивидуални. Така, мене прво не ми се допадна неговата реакција во Скопје, така кога се случи на таа последна утакмица, не знам, со мегафонот или не знам што. Качвањето. Зошто? Ти си првен спортист. Прво си капитен. Јас бев 4 години капитен на македонската репрезентација од 2000 до 2004 и сум имал конфликти со навивачи, комити овона, ама никогаш не си дозволив да емоцијата да те извади од колосе. Тука треба да припази малце на тие работи, така како представник, како водач на една генерација и лидер на македонската репрезентација и
на Пелистер на клуб кој што е така актуелен шампион на Македонија. Другите екипи го имат подредено баш улогата, посебно тренерите Чупич, Роевич, Киро, веројатно на колективот. Сега уследно, Звонко очигледно не може се врата. Така, веројатно го имат подредено сето на тоа, да колективот е најбитно. Не му дават на поединец да се истакнува да решава околу. Тоа им е најголемиот проблем. И тоа е да ме прашуваш. Види, ама тоа јасно е, Џовеш. Јасно е види кој во Белден. Луид Киро не дозволува Звезди и индивидуализам. Во Вардар, како што гледам, исто така е борзан. Знаеш, индивидуалец го нема, го трна. Не може еден човек да игра Така. ракомет. Значи Во се што Охрид исто откопнува. нема индивидуалец што да речеш ете тој е победник или виновен за некој надпревар. Све е, Посредено на колективот, да. знаеш, малце и тоа не е убаво и за соиграчите кога ќе потенцираш ти еден играч дека е заслужен за успехот За на успехот, екипа. така. Значи не е играл тој само тоа што е маловажуваш да. дека Значи тоа може уделот да и се на подели другите. успехот за на сите. Мене ми се налутија битолчаниот и сум го искарал тојаш фитилот за тоа качувањето по мрежата, а јас реков, реков луѓе, човекот покрај тоа што е капитен на Пелистер, покрај тоа што и донесе на екипата титула, лидер беше, ја носеше со голема помош на Никуч. Голема помош на Манасков. Не го Дејки заборавајте, Дејки одигра врвно. Врвни. Мислам дека тоа беше пресудно таа Значи утакмица. сите ние во животот Точно. имаме моменти кога сме нели еуфорични, така? Така е, Меѓутоа ти пак треба да кажеш, јас сум капитен на Македонија. Чај, само да ви И кажам, мојот- многу го мојот- судивте човекот. Доблесно е да се извиниш и да му заборавиме, Да, пошто секој може да му се Да, случи. секој може да се Е, па, случи. Да. И мене може да ми се случи, и јас знам да изреагирам, ама тоа е се во интерес Така, на емоција, така, спорт и емоција. така натаму. Како што има правила, има и за тоа правила. Има кодекс на однесување на играчи, на суди, на тренери, на спортски Има. клубови. Значи, ако некој видел дека неправилно, може да Треба го да пенали. Да го да. Браво, И секој крај ќе на може да го приказната. завучиш онако. Ти да си извидиш, ти можеш да го пеналиш. Значи да полече овака линија, ниту Вардар, ниту Алкалуид, ниту Охрид не бара лидер во своите редови. Мислам дека е подредено на колектив, да. А види, Како год тука ќе у го Алкалуид испрца до максимумот, повредата се истакна Митев, до повредата, Ама меѓутоа се истакна како корисен, како експлозивен, а не како лидер. знаеш кој ми е тимот, лидер Кире мене? не Ако можеш ме ти да прашуваш бираш. кој ми е лидер? Сакаш ја да ти кажам. Да ми кажеш. И за тоа го Голманчо. тргам. Голмано. Голманчето, Звер. Галевски. Галевски. За мене Звер. провокатор, Муда. знае да Чекај, брани не свезда. ми кажа тоа што Сега ќе ти хостел, кажам, а сега тоа ќе ти мора кажам. да го кажеш. тоа Муда мора у Атина. безобразен, Брзо, така. Атина. Атина. Прво јас сакам такви играчи. Добар играч, брзо, безобразен, кога треба да покаже карактер, тоа е за мене играч. Сега ќе ти кажам со Хостни што се се деси. Добро да кажеш. Хостни не беше крив човек. Сега ќе ти кажам. Значи, Значи вака зборуваме за ситуацијата последниот Последниот пенал, да, во ако- Витола. сега. На нерешено е пенал. На нерешено. Така, за времето е завршено. завршен. 4 секунди. Че- Ама завршен. Завршен. Практично завршено, да. Ама ај суди го тоа. Чекај се, чекај се. Галевски му е бара топката. И он му е дава топката. Галевски ја дава топката на Хостни. Не. Не, он ја бара. Галевски ја бара топката. А Галевски ја бара Хостни му ја топката. дава топката. Ама моја Му ја враќа овој пак. И ој му ја бара И назад. овој му ја бара назад. И овој Не му ја дава, Не му му ја ја пушта дава. по земја. го Галевски пробаси. не ја дава, ја пушта по И земја. сега овој иде Сега- да, ма види се, сето тоа е тактички. Реално можеш и едниот да го исклучиш Две, црвен, две. или две, ама нема ефект. Така го добиле тоа што го добиле. Ме разбираш? Вака завршено. Така целото Уtakmicата. внимание на целото целиот внимание играч. ќе биде на мене како судија. Ние сме малце попаметни од нив двајца. Па, кој беше изнервиран? Што му кажате? Или на арапски му рече Му нешто. кажам да се смири едниот и другиот зашто толку ќе им биде. И А овој па дека српски зет да разуме. Разуме, али коректно дечкото одбрани. Одбрани, да. Види, Значи, и во тоа таа- не може, и тоа не можеме да го разберам. Во таа Радивоевич психолошка не војна, шутира, ти му даваш на Радивоевич да шутира и сега ќе се навратам на Иве. Фитилјот бега, не превзема одговорност, иде Радивоевич да ја шутира одлучувачка топка. Ја би му дал на Манасков. Тие се тие моменти, Тие ко се, тренер, да. како Тренерска, играч, како тренерски намирисаш, одлуки, така. тренерски одлуки. Порано го гледаш играчите ние. Кога ќе сакаш да превземеш одговорност, го гледаш Во во очи бе. Му даваш дојде, дај ми јас да шутирам. Ја и од разбираш? кога почнува Така утакмицата,
ја и он ги гледаме играчиве у очи, кој како е спремен. Овој ќе изгуба. Не, се Џој- гледа, Се гледа енергијата, да. Се гледа енергијата. Ги гледаш вака на загревање ги. Кој ти Ништо, бе, кој ти игра да вие? Нема се гледа. Абе го гледаш кога е нападен да игра игра или што викаш да шутира или Сакам да штирам, сакам дај ми ја мене тоа таа. искуство што Ја ти реков тренери ќе идеме, ја и он ти не ни веруваш, ја пак ти кажам. види, а лиценца ги ни дадли овие про, мо, Не, ние бо. имаме по автоматизам Имаме. со факултет и следува таму, кажи. Да. Во Франција, Да. во Франција мастерот лиценца што имам јас на пример, слободно можам да предавам во основно училиште. Во Франција, значи зборам тука кај нас не знам, мислам дека малце Ма ние имаме два факултета, можеме и мастер на Овие двајца на почетокот на сезоната ковертираат прогнози, Секогаш. така да нив нема да ги прашам. Секако мало резиме од ова се што зборевме. ова ми се допаѓа. Твојата прогноза за Прв, втор, трет, четврт. Ете. Мислам дека Вардар Пошто веќе јасно ни е дека извини како- дека тие под четврто ги така, Славе Славе ги ги елиминира. мислам дека Вардар е во најдобра позиција и со формата и со тоа што го покажа се до овој момент. Значи стабилноста во екипата, хемијата, енергијата, без разлика, Борозан си оди и така натаму. А Горика ќе си оди? Ќе кажеш ти знаеш. Еврофарм сериозен кандидат да биде тука да се замеша доколку се следат овие работи внатре, дали во екипата, дали околу екипата, така секогаш тие ќе имат поддршката од Дали градот, се од малку публиката. дали можеби се малку заморени? Може би се заморени, не би рекол презаситени, него Ама зборам се вкупно и клуб и раководство и играчи. веројатно. Никош не може да се заситиш од Не може кој да ќе се- победи или прва. Точно, нема тука заситување, едноставно пак ќе речам, таа позитивна енергија што ја има на пример моментално во Вардар ја нема. Софтверски проблем. Ете и Систем така да пал, бе. биде. Систем пал. Охрид и Еврофарм ќе се борат и Алкалуид ќе се борат за едно од третите места, за третото место тука. Може би Алкалуид има малце предност во искуството, така во домашното првенство и како екипа која што така ја познава лигата, влегување на формата, сигурно Киро ќе ја темпира Ќе ја формата, моделира. ќе ја моделира до тој плейоф кои ќе бидат најзначајните утакмици, а Охрид го клавам како екипа која што ќе биде, мислам дека ќе го реши идниот Победник. првак на Македонија. Значи таму кој Па што веќе го реши делум. Да, делум Па да. не само Значи, прва. така. И за второ Али место за ќе второ решава. место ќе решава, така да многу работи ќе зависат и од самите клубови, но и од Така е. Охрид како екипа која што ете, ние знаеме во следните нивни чекори Што кој ќе се- играч ќе донесат. ќе донесат и која така Има најави, има најави. Џан Франко Прибетич Прибетич. подпиша, Да. добар сериозен Кој е играч од пивот. Германија, така, од Штутгарт доаѓа играч, значи кај нив не е проблем отворен Че буџет. постојано се Постојано се придодава помалку, Точно, помалку се се додава, појачува. дури не дојди до оној момент кај што ќе ги Да. така ќе ги зацврстат целите кои Или имат им се поставено. враќа и Грузиецов, им се враќа овакво. А овој Не е Јович точно, го Да, да, рече. грузиецот го Операција правеше. Кој? Јотич. И он е на Ова он траеше, сезона ама не. Грузиецот не е за Грузиецот занемарување, може, како точно, таков добар, гол добар, шутер. да. Така да генерално ќе се сведи на овие 4 екипи, борбата по мене ќе биде меѓу Вардар и Еврофарм, кој ќе биде постврст, стабилен во сите овие сегменти Да фактори. видовме дека предноста ништо не значи. Не. 2 минути 2 беа минути. потребни за да се смените За тоа. смените. Ај сега идеме од Данска. Ај, Да, е ладно таму. А ние сме навикнати на ладно. ама како го направи, хоп! Кире Лазаров како селектор заокружи еден олимписки циклус 4 години, 2021 дојде. Му го дадовме тој олимписки Му го дадовме Ние олимписки ние циклус. секогаш му дававме. Да. Секогаш имаше поддршка од Поддршка. нас. Уствари не тој него, ние даваме поддршка на на Македонија, Македонија. нормално. Секој што ќе застане на чело на Македонија, Ќе му даваме ќе му даваме поддршка. Или И не. секој што Или ќе не. и секој што ќе биде дел нели од Македонија. И сега полека доаѓаме до една моја теза што ја развивам јас неколку години, дека првите плодови од жетвата ракометна не треба ние да ги набереме 2026. Како ги базирав таа теза? Тоа беше тезата дека 3 наши екипи, Вардар, Пелистер и Алкалуид, во 3-4 сезони, играјќи европски купови, Лига шампиона, Собрале искуство.
ќе дадат шанса на македонските репрезентативци, а ние сме сведоци дека освен Томовски немаме странец. Не. Сите репрезентативци играат во Македонија и дека сиот тој труд, жртва, ризик од клубовите, инвестиција, дека би требало од 2026 полека ние да ги собираме плодовите. Па ете, го имаме еден Пелистер кој што игра 3 години во континуитет Лига на шампиони. Почна да победува. Факт е. Сега јас имав еден коментар кај што споредував буџетот на Пелистер од 1,9 милиона евра е 3 пати под минимумот на било кој клуб со кој што се среќава. Го имаме Вардар кој што е веќе повторно ги дава оние знаци на живот во Лига Европа, одлично игра. Лани беше интересен, неколку македонци играат таму. Штета што Мечка ние се враќа. Се враќа, ама можеби можеше Киро да го земе со себе. Можеби можеше. Една тема што ќе ја прескокнеме, чекаме да не ми избега мислите, јас сум човек од години и го имаме Алкалуид кој што за несреќа годинава немаше европска приказна, ама имаше страшно големо искуство од минатата година, кај што играше сериозни надпревари, кај што играше во едно големо темпо домашно првенство надпревари, кој што стигна до финале, кој што победи Среде Атина. Значи, навистина, сакам да кажам дека сите тие наши играчи кои што играат во овие клубови, во изминативе неколку години има сериозен број на сериозно добри надпревари. Добро. И тука ќе ги вклучиме плюс настапите на европско, на светско и помеѓу цело време имаме квалификации. Сега мојата вода игра со Данска. И сега мојата теза е дека ние сега во 2026 треба да сме горе-доле подготвени. И сега вашиот коментар на мојата теза, освен Данска, која што да бидеме реални, и Франција кога игра со Данска е аутсайдер. Во момент ќе се врати и Франција многу брзо игра со Данска. Остаја Франција и Данска. Ајде почне за Македонија. Остаја Франција и Данска и ќе се вратиме на Данска. Пошто ќе налетаме на Данска. Аут во 20-30 часот. Значи со Данска кој да игра како што кажа. Кој судат? Не се знае. Не е битно. Не е ни битно да што и Славе кој ќе суди против таа. Апсолутни фаворити. Португал. Апсолутни фаворити. Пошто според мене во моментот прашање за Португал. Добро, кажам, во моментот е една од најрастечки, брзо растечки европски економии. Види, и како репрезентации, и како ние на лани на светското им судевме и против Шпанија, ја добија Шпанија 1 или 2 разлика, и им судевме против Франција за трето место. Изгубија последна секунда малтене против Франција. Последна стотинка. Да. Така да, тоа не е за занемарување и мислам дека тука сме аутсайдери. Не мислам, него сум убеден. Колку и да сакаме ние да се јачаме, јас сум секоја суров реалист. Тоа што го мислам, тоа ќе го кажам, дали на некој му се допаѓа или не. Најголем патриот сум, јас сум прв тој што сака да добие Македонија, меѓутоа треба да бидеме и реални. Да не гаиме лажни надежи, па сега. Да стоиме на нашиот најголем проблем. Ние секога се јачаме, новинариве пред првенство, ние овој ќе оттепа и на крај хоп, ќе изгубиме од сите и не сите разочарани. Не бе, тоа ни е со школа тие. Тие се со школа, тачно, и тоа држи. Сега, едина шанса ни е Романија. Али Романија ни е шанса да добиеме кои не се за занемарување и за фрлање и они се у подем, у јак подем. Игравме со Романија бараш пред 2-3 години. Тежок бараш, максимално у подем. Тоа ни е едина шанса да извадиме подобар бараж за следното светско. Ништо повеќе. За подобар пласман. Поред тебе, значи целта на Македонија на ова европско е победа над Романија. Да. Победа над Романија за подобар пласман и боли дани. Противник у бараж за светско првенство. Какво ти е очекувањето од играта на Македонија? Пошто можеме да кажеме дека во овие 4 години од како е Киро има одреден, значи ако сме биле на некое најниско ниво што можевме да паднеме 27-мо место, дека полека реално се кренавме, значи пример во Полска 23-та на светското бевме дно, ама 25-та на светското веќе покажавме заби. Така, за жал или за несреќа наша, у моментов се погодивме група у која се погодивме и да сакаме не можеме да си го покажеме правото лице. Да покажеш игра. И да, не дека сме за фрлање,
ако не можеме да судиме според она што го видовме у Хрватска, играјќи со втора и трета екипа со 15 технички грешки и со милион, тука е у фаза на припремање, на дотерување, кој ќе игра, кој нема да игра. Сега нели се на Yellow Cup у Швајцарија, таму ќе ја брусат уште формата. Киро 100% сум сигурен дека ќе се насочи и ќе даде максимална борба против Португалија, пошто тука ни е реално шансата да направиме нешто. Дај Боже да направиме, да одиграме и да направиме, бидејќи топката е тркалезна, све може да се случи, сите играат ракомет, не се тие преискусна екипа, и ако имат одлични играчи, можеме да се носиме. Меѓутоа реално ние тука ти е битно на прашањето Кој ќе суди? Сега да не ти кажам, ја ти кажа Славе. И реално тука ни е шансата да видиме, ако таа нешто направиме, ова ти е скроз друга димензија. Многу ќе беше подобро да игравме у обратен редослед, да игравме прва со Романија, па со Португалија, па со Данска, али вака е тоа. Да, мислиш дека ќе беше така подобро? Не мислам 100% вака си утепан, прво утакмицата тепат 15 разлика. Ма може Они нема да идат на 15, ама те тепат. Не, они кидат колку што може. Идеш на Португал, да утепан од претходната утакмица. Многу битен е тој психолошки момент. Стартуваш со победа, добиваш самопознание, добиваш позитивна енергија, се јача тим. Тоа малце ме буни, тој редослед на утакмици да игравме првата против Романија. Нема, секојаш домаќините си имаат бираат распоред и го прават Иве? Јас малце подруго размислувам што ние сакаме од ова европско првенство. Што сака македонската репрезентација? Џоле кажа добри аргументи, силни противници, Данска, Португалија, така, Романија која никој не вели дека сме подобри или дека ќе ја добиеме ако претходно сме ја победвале. И сега дали сакаме да имплементираме некои од овие новите играчи, младите кои доаѓаат, така? Дали ќе сакаме да одиме на тоа да, што рече Јоко, пак ќе се надоврзам само дека ќе ја победиме Романија, целта е победа над Романија, полесен противник за следното светско првенство и континуитет пак на големо надпреварување. Континуитетот. Така? Да. И во изјавите на Лазаров, ако сум надвор моментално од ракомето пратам, што збора селекторот, мислам дека предпазлив е во секој збор, дека, ајде да не речем алиби, да не е прегрубо, да уште пред време ја припрема македонската ракометна јавност дека првенството може да биде тешко, крах во однос на противниците, но никој да не го занемарува фактот дека сепак се тоа една утакмица, така, различен момент, мотивација, голман, така, лош ден на противникот, значи се може да биде. Па да не забораваме дека ние Данска Киро на своето деби ја доби Данска. У ковид. Така да многу не се бити условите. Тоа е официјален надпревар. Сакам да Македонија ја победи Данска. И Фарски острови. Дека се е сведено, според мене, да се задржи континуитетот. Мислам дека одамна ние не одиме на тоа да правиме сериозен некој резултат збора. Така да бидиме од 8 место надолу или тука да бидиме дека сепак најбитно е да се учествува, иако не е тоа некој правилен моментум, дека треба секогаш да одиме веќе кога на максимум да направиме некој зад. Сепак моје мислење дека тој тренд ќе продолжи, дека е битно. Во прилог ни иде само што нема што да изгубиме. Нема што да изгубиме, да. Ако минатиот пат нели Унгарија беше апсолутен фаворит, па можевме да ги добиеме во последна. Точно. Со еден шут бевме на победа до Унгарија. Све нас ни фали тој шут, тоа е проблем. И да бериме искуство, секогаш да биде, не знам, сите овие утакмици да бидат добро искуство за овие млади играчи кои што сепак во репрезентација имаме тој спој на колку мислиш дека ај се таа тема ќе отворам, значи откажувањето на Манасков во период кога игра, кој има втора младост, да кажеме, своја ракометна, еве и завчера му стигна признание најдобар гол во Лигата на шампиони, значи тоа не е сосема случајно, тој човек уште има во себе многу ракомет. Повредата на Мечка, која што еве вчера на пример слушнав дека Хрватов не е Хрват, него е исланѓанец селекторот, дека
да не го сгрешам името, Дагур Сигурсон. Дагур Сигурсон, да. Дека двајца повредени хрватски играчи носи со себе и дека ги очекува во секој момент да му бидат подготвени. Значи, прво, несогласувањето со Манасков, дека тука никој не го изменаджира. Второ, повредата, односно излегувањето на повредата на Мечка Лазаревски, па пак никој тука не го зема Мечка на поширок список, па може би ќе го чекаме за таа утакмица со Португалија, може ќе ни биде спремен 15-20 минути. Дали тоа може многу да ја промени сликата на Македонија, па еве ова последнава некоја повреда на Томија Гориновски што напоменам што сака македонската репрезентација од се ова. Ако релацијата селектор со играч е нарушена кај Дејан во овој момент, така мислам дека со Мечка, со Милан Лазаревски требаше, познавајќи го на Милан карактерот, пошто му бев тренер во еден период, требаше да се изигра на некој по друг начин. Зошто? Милан, да видиме реални дека од сите овие пивоти кои ги имаме, пак со должно почитување, сметам дека е најспремен, најквалитетен и пивот во наредните 10 години. Така? Да. Значи, ако гледаме во тој аспект, Киро мораше барем да биде да го стави на... Барем да го пушти против Хрватска да види како точно, да го има на поширокиот список, да му дај шанса да види до кај можеш или не можеш. Ако не може, боже мој. Тоа е најчовечно. Тука мислам дека требаше да биде Милан во поширокиот список и да добие шанса. Убаво кажа ти, пред се поради карактерот, поради тимот, и поради све. Се влегваме во некој работи, треба и карактерот да го знаеш. Милан е играч кој што стварно е битен за македонската репрезентација, столб на одбраната, играч кој може во момент да ти ја промени играта, енергичен, позитивно енергичен, лидер, точно. И тука мислам дека ако бараме сега, не грешка, него ако бараме нешто што опција што требаше да биде внатре без разлика. Дагур не случајно до последно го чека Шипич, играч кој му реши утакмицата со Маđарска, така. Не случајно до последно го чекаше и го чека се уште. Го чека се уште во тоа непоедна да не се навратиме таа против Маđарска, два пати кораци има у последниот напад. Да. Што никој не ги гледа. И тоа не ни гледам. Не ни гледам. Значи имаше едни кораци, првите кораци нема вторите кораци нема да дојде таму, значи. И сметам дека Деки е играч кој што секогаш може да така без разлика, секој играч има своји падови, така амплитудата на формата е реално таа лево крилна позиција е исклучително тенка. Не покажа тој сега за да би викнив, него покажа уште лани во завршницата на првенството дека треба се уште да се смета. Сега зошто Киро овде не ја направи таа релација, така и ако беа нарушени, се во интерес на македонската репрезентација, се прави. Бари и преку линк. Некој друг линк ќе дојде и дора. Сега за да се исправи веројатно Киро тука испрема себе да каже дека ете го викнав, заслужва тука егото, суетата или не знам на Деки. Така, дали се осети повреден дека сигурно дека требаше уште порано да се сигурно сигнали, мислам дека тука е прашање за Киро. Така, кај што не е доволно само го викнав, ми одби ово. Он најдобро знае. Така, или подлабоко се негде релациите, така да нека биде пример за понатаму. Дека веројатно комуникацијата треба да биде кога се работи за репрезентации, за македонска репрезентација, сите треба да си ги надминеме суетите. Тука нема дали сум ја, дали е Киро, дали е Иве, дали само ќе го напоменам, ако се сеќавате, нашиот бараж према со Израел 2001-2000-та има се сеќаваме. Иста ситуација, Киро не дојде не се појави на преварот во Израел беше заради некои нарушени односи со федерација. Нешто слично како односот сега со Дејан. Така, значи има некои работи кај што треба да се надминеме себе. За интерес на Македонија. На македонскиот раком. За Деки со моменталнава форма не смееше да се дозволи да не оди на... Ма не знам што да се случи, не знам што да се преврти, не знам чија медијација требаше тука, дали на федерација, дали на матичниот клуб, дали со нешто мораше да се најде солуција Деки да иде на ова првенство луѓе. Нема тука, јас сакам дидам, ја не сакам дидам, ама ја не те сакам. Немаме тука интерес на држава луѓе. Или играч или не. Мораше да има некоја поголема што вика подлабока медијација, некој трет, четврт човек да ги поврзе
Нека не прават муабет тишо, нека не се ни гледа, нека не. Тој не е треба Крила. да прави муабет, треба да игра, овој треба да биде да каже. тренер. Да истрча 3-4 Или воопшто не го викај, или воопшто не го спомнува и така. Да. За мене таа е завршена, можеше да изјави работа и нема ќе дам шанса некој од младите, али пак викам, веројатно На нас е да коментираме, они си знаат најубаво. односите внатре веројатно или тие релации се малце нарушени и тоа Факт е дека кога за одредени прашања се зборува гласно, поголеми се шансите да се решат отколку Јас кога знаеш не се како гледам зборува. тој веќе направи на паралела, ја и Ѓоко на пример се сметаме, на као најдобри суди. И ти дава сега федерација да судиш на дно некоја утакмица, струга. Не, сега јас ќе ти кажам Чекај друга малку, работа. струга Радовиш. Ќе. И сега што треба ние да речеме, бе, не треба да судиме, не судиме? Не е на наше ниво. Не може Не. така. Значи, тоа што ти е доверено, мораш да го искористиш. Не, ја друго ќе ти кажам, и многу не знаат, сега ќе се наврта малку Не интерес. знам и јас. Знаеш како не знаеш. добро. У Египет на А, ја светско мислам, у Египет на светско првенство. Да. Што се А кога случува? сме многу слаби. Нема врска ние. Зборам за нас конкретно. Не мора тоа сега да го. Не бре, друго сакам да кажам. Ајде. Значи, се случува ситуација, ја и он се расправаме, не правиме муавет Меѓу себе. меѓу себе. Тоа да, тоа е друга работа. На тоа сакам Добро, да кажам. добро. Се јавуваат, го викаат он работи у федерација, мора да дојде у Македонија, ние треба да судиме финале, и он вика, ја морам да идам у... Вие двајца сте се скарали. Слушаме се. Не могу. Значи, Не правиме 2 месеци. вие морате да идете у Скопје на гласање. Јас викам, ја не идам. Јас ќе пуштам кого сакаш да пуштам на гласање. Јас не идам. Славе иде, вика јас морам да идам. Настанува курштус, сакам да го убијам, он бега на една страна, ја друга, 4 дена муавет не правиме. А треба да го судиме финалето најбољи. И са пази са, може ќе скокне тој дел. Не скокам ништо. Не. Идеме сега кај претпоставениот треба да објасниме ситуација. Значи прво ние потпишуваме пред првенство дека ние сме слободни за целиот рок на првенството да судиме. судиш, Да. располагани. И са што се случува? Тоа ако го направиш у тек на првенство дека Ево, не го знаеш, премиерно. неоправдани причини ти напушташ, рачунај дека тука Крај, ти е завршва крак. кариера. Не, Кариерата и тоа, ти е крај. што е са право, тогаш беше Рамон Галего, преку исто линк, Таки Бошковски, ќе го спомнеме, да го поздравиме, од околу направи конекција, тоа да биде ублажено, без последици, све. И вика, момци, го разбирам, вика, и него револтот, те разбирам и тебе, причината зашто си одиш, вика, пошто си вработен, леп вадиш и тие работи. Него не ја разбираме причината зашто бевме повикани. Тоа беше проблемот. И сега му објаснуваме цела ситуација, не сака да прифати по ниједна цена. Разбираш? Вика добро. Така е, нема заеднички, ќе судите најдоброто четвртфинале. Шпанија, Норвешка. И сега што се случи? Он у еден хотел, ја у друг хотел, Да. огромен хотел. Да. Комуникација никаква, а четвртфинале е на пример за 3 дена. Не се гледа, не Чекај, ти отиде во Македонија и се врати. Не, заедно, нема тука Да е биде, да биде трагедијата уште поголема, извините, шалили смо се. сега, што се вика, ние тоа го најавуваме таму, ни резервираат карти да си За одиме назад. дома за назад, и ни се јавуваат, слушај, среди Купу, пени немаш, работа, немаш. можете да останете. Сега ние веќе таму не можете да си Може се да си играте. да. И кавга до тепање што вика он, и тука тоа е она професионализмот. Ја му придов него, му викам, слушај Џоле, од денеска натака, што сакаш ке правиме у животот, ти на една, ја на друга шо, утакмицава, да не го да го упропастиме она што сме го градиле 20 години. Значи не зборевме Тоа е до мојавето, моментот дали си кога почна зборев, утакмицата. чекај, Вакви немавте, Не, имаш среќа. Ма не правиме муавет. Имаше. Ма не правиме муавет цело. Ама он Исклучени. суди професионално, јас судам професионално да заврши максимално. Значи Браво. судивме максимално Ја, професионално они се зборевме браво. и не правевме после 2-3 месеца муабет, дека пак некој не работите, да. Е, со овој ваш пример и да придеме на завршни зборови. Значи кога се сака нешто, Се може. Се може да Апропо да муавет. се пројде. Апрово мовет, така е. Ајде, Џове, ти прв као најстар. Како најстар. Ке му даеме. Препрашањето кажа. Завршен збор. У тема У тема на правец, раковат. па не знам, Види. Тоа е Ајде, она кој што- најстар кажи. Не е тоа. Многу теми се отворија. Значи треба да има вакви Повеќе разговори, повеќе подкасти, разговори, како и да ги наречам, Размислување. дебатни емисии да каде се вклучат и други луѓе. Значи,
и од други Ван институции, ракометот, кој што рече, како што кажа, други мислења Нема врска новинари, школување, може сите. Види, некој, знаеш, не важно. ние сите сме внатре веќе со години. И системот го гледаме, внатре малце сме затворени од надвор. Нешто, луѓето од надвор може да гледа другаче. Може идеи, нови размислувања, ќе помогне некој. секој идеја добре Но дојде. друг спорт, како они тоа го од решава. надвор некој што го работи тоа организацијски, Ние стратегиски. судите сме најорганизирани, еве сега. Ја имам една многу убава сега идеја, ќе се ја предложив према кошаркарски, комесарот на фудбалерски, ракометни. кошарка Александар Милоевич, му добрите предложив една идеја, знае Да. Ѓоко, да направиме здружение на ниво на сите судиски организации во Браво, Македонија. да. Да подигнеме работата и организацијата Заедно да повисоко работиме, да се ниво и стрејаме, да се да. бориме Браво. за правата или не знам што како да како ќе и да, речеме браво. на судиите, ама на ниво на сите И за спортови. услови, Да, да, да. Мислам дека секаков он аспект. околу тие организаторски способности го бива Александар да тоа го Милоевич е организира. за тоа. Спремен е за Бројден. соработка, комуницираме и со фудбалските суди на високо ниво Ѓоко повеќе, значи имаме комуникација, сега треба постен првенство една Интерес. средба да Една направиме средба и да и тоа да направиме еден препачи- сублимат како да продолжиме понатака. Мислам дека е убава идејата. Тоа е најтранспарентно и најубаво за Имаме ние идеи, гледаш, Хандбал академи. Видете, носта по Данска, ја, Да, тука ние имаме. зараѓа па, ни потекнуваат сите идеи. Иве? Драго ми е што ете после некој извесен период пак сум твој гостин во подкастот. Заедно го почнавме, многу ми е мило што многу позитивни реакции имаат од сите страни со сите твои гости, сите твои Теми што ги теми отварате. што ги отварате секогаш ќе ми биде мило и драго да дискутираме за се и се што иако јас извесен период сум надвор од Ама ние дефинираме дека ракометот е Сакаш ти да бидеш. диагноза и не велам дека јас дека, не велам Сакаш. не велам не, но мислам дека ова Пошто е не, извини, се пошто не прават менаџери дека сме за Да. тоа. Да ти најдеме Да продадеме Ја филм, да. Не, во овој момент нешто сосема друго сум сконцентриран и по памет. Сега си поблиску до мене. Сега сум поблиску до тебе, да. До Но во мојата. секој случај му посакувам се на македонската репрезентација на ова европско првенство. Славчо и Ѓоле да бидат во завршницата најмалку финале. Каде се да караат? Најмалку да судат финале. Ние ретко ова е се караме. Европско Една работа првенство. битна заборавивме, морам на крај уште еден збор. И нашето македонско првенство да го задржи приматот кој го има моментално Тоа се. на овие простори, не на овие простори, значи и пошироко дека сме стварно во секој сегмент сериозна лига со сериозни противници, сериозни судиски парови и Ѓоле и Славчо и Димитар и Благојче кои што сега ќе бидат Тоа сакам да го кажам, да исто го суди кажам. на престојното европско Да не ги првенство. забораваме, да. Секоја чест и во секоја следна прилика да дискутираме за доброто на македонскиот спорт И ракометот и во. ракометот воопшто. Па тоа Спомнавме, сакам да го спомнавме кажам, разговорот, да ама не што кажа не Прески. да. Ѓоко Рековме во два муавето, пара, ама не ги. Значи од 50 суди, 6 меѓународни пара Зборуваме во Во Македонија. во Македонија. 2 пара идат сега на европско Од сениорско Македонија. првенство што не се Случило случило во историја никад на- и нема ни да се Ги нема случи. Хрватска, ги нема Србија, ги нема Значи, Франција, Значи Србија, Мики Франција, нема Николов, Франција. судат и Димитар Митровски, Митровски И Благојче Тодоровски Тодоровски. Благојче. Значи, пак сме тоа е уникатни. пак пак репер. Не, ама тоа е колку- показател и за да, нашата репер. работа и за квалитетот на нас како судиска организација и како суди од Македонија. Јас само не кажав што очекувам од Македонија. Така Така? кажа, ама ние го знаеме. Ние го твоето. знаеме Секој твоето си мислење. позитивен, Ајде, Ти сите си ги тепаме. позитивен и мислиш Сите дека ги ќе тепаме. тепаме И Данска. Не, со Португалија Да. неречено, со Румунија ќе тепаме. Да, знам. Значи со Данска ќе изгубиме 5 до Знам 7 дека- разлика. Да. Очекувам минутажа на Самуел Ристовски, Натанасиевич и Знаеш што ќе биде изгубиме после на проблем? 50-60. Знаеш што ќе биде проблем? Колку ќе изгубиме од Данска? Ако над 15. Ти се оствари твоето. Над Тогаш 5 до тоа ќе 7. влијае. Над 15. Од Не, 5 не, до 7. тоа ќе влијае. Португал Тоа ќе- колку ќе да. изгуби од Данска Аха, и ние а, колку да, ќе тоа изгубиме. сега да Е сега, а со Португал ја очекувам некој драматичен тактички потек на Кире. Кире, да. Значи, пошто сме го виделе во Алколуид, знае да изигра Знае.
два Така. истурени можафластери. 5+1 на една од 5+1. страните, така, тешка е за Значи, напаѓање. очекувам нешто. Мора да изненади за да добиеш нешто. И со малку што би рекле, Немој да го занемариш фактот дека он е многу добар аналитичар. така е. Ја анализира И да такмицата. не го забораваме фактот дека е победник. Победник, да. У А ја душа ќе победник ти оди да играч. губи. А ја ќе опишам после судискиот пар кој ќе ја суди таа така. Може после. Ако не ја погодам, частам ручек. Ајде. Значи со Може, едно слушај. такво навиду Добро, де. лудо сценарио, Добро. со Мора да бидеме чесен луди. пораз од една Да, земјанска, вонсериска данска, со едно лудо Реми реми со- со Португалија, па макар биде и гол од на фитилиот од центар, нели, последна Се секунда, може. и со една интересна победа. Или пенал нашиот голман. Добро, не? И со една интересна одбрана, и што вика Славе Си кој се во разбудите комбинација двајца со и да видам Македонија во втор. Да. Види, сите дадат Ако ова пророштво и успее, не се он части оствари, ручек. да, ако не се оствари, ја частам. Види, сите дадовте сублимат на свет, дадовме све на цела година што се случува као се случува, ја ќе дадам нешто друго ќе кажам. Видови тоа. Видам, Кугла има. не. Ја би посакал прво да ти се заблагодарам на поканата, да ја отвориме сезоната 26-та кај тебе, да. во чест и во присуство на еден еминентен ракометар и тренер како Иве. Секогаш прекрасно чувство кога сме со тебе Во ова студио. во ова студио. Да. Чест и задоволство ни е да бидеме твои гости и се надевам дека луѓето малце на еден поинаков начин ќе разберат за ракометот како спорт, за судиите како суди од еден поинаков фагол. Предпоставувам дека кога ние полемизираме вака тука и кога дискутираме правила, на еден друг начин не сваќаат луѓето малце поразличен. Друго е на терен кога не гледат, а друго е кога ги кажуваме правилата. Би им посакал пред се срекни божикни празници. Не им посакавме да излеземе од оваа малце агонија и сивило што ни се случува дали на политички план во Европа, во светот, не зборам кај нас. Кај нас малце сме тргнати после онаа несреќа што беше, све е позитивно, нели? Посакал, како што кажи Иве, да му заблагодарам да бидеме и да судиме до крај на првенството во завршницата на надпреварите и би посакал пред се најубаво првенство кај нас и најнеизвестно до сега, иако ова не наговестуваме, меѓутоа плейофот се надевам дека ќе биде многу поинтересно, ќе има изненадување, тоа сум 100% сигурен. Ја му кажав на човек дека ќе има изненадување оваа година и се остварува. И се остварува. И плейоф повторно ќе има Ќе има, изненадување и јас и така се мислам. оствара. А да ми се увате вие пред секој. Ја ќе ти Еве, пишам ќе ти сега пишам. на ливче кој ќе судат. И да знаеш друга работа, се гледаме почест. да ги поздравиме Ѓоргон пред се да му посакаме убави празници, да се гледаме за убаво, оправдано одсутен и во една наредна прилика да се видиме во едно поголемо издание, поголемо Го спремам друштво. тоа. Ако И да- негата твој оправдано ли? И да продискутираме и да го донесеме ракометот на едно највисоко можно ниво на Балканот, ако не поширок. Екипа, ти прогнозираше дека скоро 2 сати ќе биде разговорот и така... точно. така И уште така една испаѓа. порака, мора, и Ѓоко го спомни, мора да се стремиме повторно на регионален спорт. Ако не се стреме на тоа, џабе не Значи, се. Тука мора, можеме и тука тескаме тие само млади може играчи. развој. Женски ракомет, машки ракомет, регионална лига. Тука можеме уште еден чекор понапред да направиме. Да, факт. Дома ќе играме, ќе играме, ама функционира. Ќе биде се Тоа е во... тоа, тоа е тоа. Значи, кога беше таа регионална и женска и машка лига, ние Не тие само од тогаш аспект на направивме градење на најголеми играчи, успеси. него од аспекти на лобирање, од аспект на држење, и можност да дружење, на дадеш све шанса останато. на поголем број на играчи да Никој тоа не го играат. разбира. Не го Сега разбира. сега ќе отсвирам крај, Отсвири. а ти да ми кажеш тоа што не смееш. Чекај да стиснам стоп.